Тоа не знам. Како не знаеш, како викаат? Во програма сме. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Гостин е градоначалникот на Скопје, Гоце Трајановски, очигледно во добро расположение сме. Веќе муаветот започна, ама ќе видиме што од ова програма можеме да... Не е ништо страшно, ама е смешно. Господине Трајановски, добро вечер, добре дојавте. Не знам кој е поред, мислам дека е четврто ваше гостување во емисијава и секогаш сте имале доволно доблест и навистина енергија да истераме едно навистина интересно интервју, но и корисно за граѓаните. Секогаш тие два аспекта и никогаш не сте се плашале од телефони, од пораки, од коментари и така натаму. Ме интересира една работа. Долго време сте, долго време го туркате овој мандат, доаѓа време да се верификува уште еднаш. Научивме една работа за вас. А тоа дека сте како ретко кој. Ја извинете што ќе бидам, и сум рекол дека не сум неутрален. Ја за вас сум рекол дека по мене вие сте досега најдобриот градоначалник во историјата на Скопје, барем онаа пишана историја што ја знам назад. Ова не е комплимент сега нешто да ви се додворам, немам потреба, тоа може многу посуптилно да го направам, но јас зборам спрема она што го гледам, спрема резултатите. Јас сум дете од општина Центар, 50 години живеам овдека и фасциниран сум колку градот ми се промени, тоа на поубаво за ова време. Она што ме интересира и што свативме за вас, тоа сакам да го зборам со тебе, а не е твоја тема. Вие сте, знаете како ви вика народов? Теренаш. Значи човек кој е на терен, кој работи, кој прави, кој познава инфраструктура, кој гради, кој прави. Многу малци и многу скромно допирате до политиката. Скоро сите градоначалници други, сепак сте вие од партија. Вашата партија е на власт. Но не можам да најдам ваши политички изјави. Намерно ли го потиснувате тоа да се изјасните за одредени политички прашања или едноставно не сакате да влегувате во тие политички води? Добре, Јанко, најнапред се заблагодарам што ми овозможувате по четврти пат да гостувам во емисијата на Јанко Јади Бурек и да се представувам да ги представуваме проектите, идеите, она што е направено, она што треба да се прави за градот Скопје. Околу моите политички изјави, јас знаете дека бев во парламентот од 98 до 2005 година и практично 98 бев избран на мнозинска листа. Значи, секој чест на пратениците кои се во другата листа, меѓутоа мнозинската листа, значи поголема обврска на пратеникот према граѓаните. Така да јас го напуштив парламентот како координатор на најголемата опозициона партија, на која што се надзира победата на следните парламентарни избори. Помина во локална самоуправа заради тоа што сметав дека не може многу да се наоѓам во парламентот, премногу е политика. Јас сум човек кој што работел во металски завод до 16 години, каде во 6 часот... Стварно? Да, ова не сум го знаел, навистина. Во 6 часот ќе влезеш во фабрика, во 2,5... Што работевте таму? Јас работев во компјутерскиот центар на металски завод. За кратко зборев во централниот, после тоа се одвоивме работев во металски завод со пирачка опрема, сега е МЗТ Хепос и слично, и таму работев во компјутерскиот центар во кој што сето она што беше од информатички оддел го преземавме од централниот систем и го имплементиравме, да речеме, или на персонални компјутери го пренесовме во сопирачка опрема. Тогаш беше чудо да се направи мрежа под Xenix и после тоа под Unix, кога беше IBM 4331. За која година зборим? Јас зборувам за 89-90 година. Под Unix и работевте? Да, под Xenix работеве, после тоа под Unix. Јас знам само двајца луѓе кои работеле со компјутери и со мрежи од тоа време. Шемеригич и председателот Иванов. Не, видете, со поставување на првите BBS и мрежи. Јас имав среќа да можев Владимир Гировски беше исклучително квалитетен шеф. Значи, јас кога дојдов кај него и научив премногу од него, многу квалитетен, многу учеше, многу имплементираше. Значи, така да сопирачка опрема, значи имаше мрежа од персонални компјутери, уствари беше на терминали, не беше од, значи имаше еден сервер на терминалите, беше и печатари на терминалите поврзувавме, така да таму се најдов себе си. Значи, бидејќи бев во металски завод
како да кажам, од пракса, таму нема политика, таму нема теорија, таму мораш да имплементираш. Така да се врати као градоначелник се кандидатира за градоначелник на град Скопје, успеав да ги убедам граѓаните дека не ми е местото во парламентот, туку ми е, сакам да бидам и ќе бидам добар градоначелник во Газива, тоа впрочем и го покажа со своето ангажирање. Колку резултатите беа големи или мали, мислам дека е помалку важно е граѓаните да гледаат дека ти на вистина многу се ангажираш и даваш се од себе, а колку се ресурсите, толку се резултатите. Добро, откаде сега? Работев, така да, велите дека... Јас сум председател на ЗЕЛ, така да можем и тука у политика да терам наречам, меѓутоа, ние во ЗЕЛ сме се договорили дека политиката треба да исклучиме. Секој председателот на ЗЕЛ се од владеачката партија, има еден од албанскиот блок и еден од опозицијата. И тоа го сочинува председателството. Малце народов се интересира јавноста, што е ЗЕЛ, како работи, колку функционира, колку е битен, гледам според редовните брифинзи многу сте ангажирани и таму, доста активности и така натаму, иако пошироката јавност и многу не ги разбира бенефитите од... Значи, повеќе гледам, дојдов во локалната самоуправа заради тоа што тука човекот може да се најде. Значи, може да направи конкретни проекти и може да направи проекти кои што остануваат трајни вредности на градот или на општината. И затоа гледам што помалку да давам политички изјави. Значи, имаме ние парламент, партијата си има своји тела кај што може да ги каже нашите политички ставови и останувам на тој став. Добро, а откаде, знам дека прилично добро се разбирате во компјутерската технологија, едно од првите интервјуа во Македонија дадени преку Skype беше токму со вас, на некој начин не само да го направиме, туку и да го популаризирам, кој се уште за многумина е табу тема, иако сакам да го туркам, ја мислам дека сум единствениот што го користи Skype-от за такви интервјуа, но кога излегувате на пресови, мене ме фасцинира, дури се мислев дека сте нешто постручен во областа, не знам, дека имате завршено хидро или не знам градежен. Машински ми е завршен. Знам дека сте на машински. Туку со вашите изјави мисли човек дека ја сум помислил првин пред да дознам дека машински имате завршено, дека имате завршено градежен одел хидро. Зошто? Мислам, сериозно навлеговте во материјата. Ги слушам вашите пресови кога зборите за водовод, за цевки. Вие не зборите, да, ние во селово поставивме. Вие зборите за ФИС, зборите за колена, зборите за проток, за притисок, за дзидови, за овакви, за резервоари, прилично стручно. Се сеќавам, се поплавуваше една улица, правевте прес кај Хотел Континентал, што се поплавуваше веднаш после онаа грешката која вашиот претходник ја направи во делот на одводнување, па се поплавуваше тој дел. И на нога направивте еден прес и то прилично стручно. Јанко, јас имам полагал... Гази баба... Не, на машински факултет имаме ние предмет хидролика. Значи, ние имаме околу притисоци, водоводи, флуиди и слично, така да позната ми е таа материја. Добро ја владеете. Да. Добро, и ова го расчистив, го дознав за вас. Добро, ја првиот дел од разговоров би го посветил на тоа што е направено до сега. Доста интересно беше што веднаш по изборите беше чудно, бидејќи вие покажавте еден поинаков начин на работа. Обично активностите на градоначалниците и на политичарите, обично градоначалниците преку политичарите и политичарите преку градоначалниците, реки тука може на терен да се види некакво дејствување, нели? Парламентарец ретко што може да направи, е неколку месеци пред избори. Вие тргнавте, значи не завршија и последните избори, што се вика, наредниот ден вие почнавте со обнова на булевари, проширување на булевари и така натаму. Дури летото се сеќавам дека ви пишав едно писмо што ви е намерата да немате во програма нови избори, бидејќи кога сите беа на одмор, ви имавте активност, не баре избори дека ќе има 2-3 месеца подоцна. Зошто имаше ли потреба со толкав интензитет и така натаму, толку многу проекти? Нели мислите дека губите, сега да ги правевте тие проекти, ќе беше можеби посвеже во осветќавањето на граѓаните што направил Коце Трајанов? Така, Јанко, јас први не треба да ги подценуваме граѓаните. Значи, тие знаат кого бираат и знаат да ценат оној кој што нешто направил.
Значи, јас 2009 година излегов на избори со една програма која што им понудив на граѓаните и таа програма практично значи договор со граѓаните. Во таа програма беа децидно наведени кои проекти ќе треба, доколку бидам избран, до кои проекти ќе ги правам, ќе бидат реализирани во градот Скопје. Така да јас од првиот момент кога седнав кога ме избра граѓаните, кога седнав на градоначалничкото место на градот Скопје, јас секој момент утрето мислев дека утрето се избори и ми завршува мандатот, дека немам време. Само ќе ви кажам една случка која ние сме градот Скопје заедно со Загреб, со Сарајево, со Титовград во еден проект на ГТЗ за енергетска ефикасност. Бевме во Фрајбург, еден од најенергетските градови е Фрајбург. Тоа го мерат по број на енергетско ефикасни и да речеме еколошки градови, тоа го мерат по број на возила на 1000 жители. Ние бевме градоначалниците на Загреб, на Сарајево, на Титовград, а Фрајбург е помал, како да речеме, како Титовград. И се случи да ние на една маса во 3 дена колку што бевме, дојде градоначалникот само на ручекот и се задржа со нас пола час. И ние му викаме, па добро, ние сме гости тука, кај одите сега? Рече, имам избори. Аз викам, морам да работам. Зошто можеш да работиш? Имам избори. Кога имаш избори? За 7 години, вика. А канив мандатот најверојатно е 8 години, тоа е една година само што бил на избори. Значи, вика, за 7 години имам избори, морам да работам. Така да, ако не фатиш работата од почеток и ако не мислиш дека утрето ти завршува мандатот, многу брзо ќе дојде крајот и тогаш веќе ништо не можеш да направиш. Така да, согласно на таа програма, со еден добар тим, со една добра координација, со една добра соработка, значи и со општините, и со владата на Република Македонија, реализирани се клучните проекти во градот Скопје. И мислам дека се погоди еден период во градот Скопје, тоа што градоначалникот на градот Скопје и премиерот на владата на Република Македонија, председател на владата на Република Македонија се од иста политичка партија и двајцата се работници. И двајцата се заинтересирани за градот Скопје. Јас морам да бидам заинтересиран, веќе тоа ми е функцијата, а дополнително и председателот на владата е заинтересиран. Така да, сето тоа си е сплет на околности доведува да во градот Скопје во изминатиот период се реализираат многу значени проекти што мене ме прави посебно задоволен, бидејќи јас сум градоначалник на градот Скопје, воедно и што на граѓаните тоа што им го ветивме од клучните проекти, тоа и го остваривме, дури нешто дополнително сме оствариле заради тоа што не можеш се да предвидиш од почетокот пред кампања она што им треба на граѓаните, бидејќи во контактите со нив кои што ги имаме ние перманентно, значи постојано се уват нови идеи кои што не мора да се утие у програма, ако се добри идеи во тој случај, се наоѓаат средства да се тие реализираат. Убаво, ние имавме убав старт на разговоров, ама тоа не значи дека и нема да ви поставувам непријатни прашања. Слободно, се работи за следно. Ме интересира буџетот на градот. Од каде вие сега одеднаш како градоначалник имате толку многу средства за да правите толку многу проекти? Дали имате повеќе средства благодарејќи за тоа што владата ве милува, па ви одобрува или така натаму и така натаму. Сето тоа е убаво што со владата вие соработувате. Од каде одеднаш градот има толку многу повеќе пари и средства или ја имам лоша перцепција? Колкав е буџетот на градот? Каков е буџетот на градот изминативе 10 години? Дали вашите претходници имале исти пари на располагање? Не верувам дека е така. И ако не е така, зошто не е така? Значи, ако со процесот на децентрализација одредени надлежности преминаа во надлежност на локална самоуправа малку повеќе него ли што беа претходно. Така да буџетот на градот Скопје и претходно, значи од 2005 наваму е истиот кој што е и денес како што треба да биде, со тоа што зависи од ангажирањето на градоначалникот на градот Скопје, значи неговата иницијатива, неговата стимулација на општините во градот Скопје да почне да привлекува што повеќе инвестиции, да што повеќе се гради во градот Скопје. Нормално, тука значајна улога игра и владата во создавањето на она инвестициона клима. Така да, кога се гради во еден град Скопје, а тоа е благодарение на добрата клима, на урбанистичките планови, на генералниот урбанистички план, да во тој случај доаѓаат инвеститори, плаќаат комунали и има пари во градот Скопје. Јас се спомнам дека претходниот градоначалник остави околу 4 милиони евра во буџетот на градот Скопје. Ние секогаш сме имале непотрошени. Значи секогаш ние сме имале повеќе од тие пари. И значи перманентно не сме ги трошили ние тие во било кој момент во овие 4 години, ако се прашал во буџетот на градот Скопје дали има повеќе од 4 милиони евра, да.
заради тоа што секогаш имаме оборски кои што би се многу поголеми, така да би сакав да ја демантирам она да остави многу пари претходниот градоначелник. Значи не требало да остави, тој си требало да потроши да си реализира проекти. Значи врз основа на ангажманот кој што ги имаме и прибирањето на тие пари, ние имаме пари во буџетот. Значи од инвестициите и од тоа што ние граѓаните ги навикнавме дека треба тие да си плаќаат данок на имот заради тоа што му се прави неговата улица. Ако вие разговарате со една населба и му кажете плаќате данок на имот, тој рече па зошто да плаќам кога не ми правите ништо. Ако јас му направам на некој, па дојдам да му речам улицата ја направивме, треба да направиме водовод, направиме фекална канализација. Тие од некаде треба да продолжиме во реализација на такви проекти, во тој случај ви веруваат, се создава една доверба на граѓанинот према локалната самоуправа и во тој случај се зголемува и буџетот. Така да тоа интерактивно. Имате поголем прилив на средства во буџетот поради тоа? Да, имаме нормално. И нормално нашите проекти, нашите захтеви се големи заради тоа што ние реално можеме и знаеме да ги предвидуваме тие средства. Сега останува оној дел што ви кажав дека е од комунали, во зависност од тоа колку инвеститори, колку ќе се прави, колку ќе се гради пред се стамбени, деловни, комерцијални објекти, во тој случај тој е непредвидив многу, меѓутоа ако добро се организираме, општините, градот Скопје, па и владата на Република Македонија, во тој случај тие инвестиции може да бидат постојани, значи да се инвестира и во тој случај градот Скопје да има пари од комунали за да може да ги прави сите овие проекти. Каков е годишниот буџет на градот? Видите, годишниот буџет на градот Скопје е сега што ќе биде за 2013 завчера беше министерот за финансии, па кажа точни. Очекувам и од вас барем. Да, нашиот буџет е околу 3 милиарди 800 милиони денари, оној буџет кој што градот Скопје го троши. Мимо оние дотации кои што доаѓаат за образование, за култура, за пожарна, ние немаме детски градинки, за социјала го имаат општините, така да доаѓа некаде 5 милиарди и нешто денари. Колку е тоа у наши пари, у евра? Па земете со 60, значи тоа е непуни 100 милиони евра. 100 милиони евра. Тоа е добра сума, но и недоволна, бидејќи градот долго време беше запоставуван. Има многу работа што треба да се направи. Една од клучните работи е сообраќајот. Во сообраќајот направивте неколку големи зафати и тоа е факт, тоа е неоспорно, тоа се гледа, тоа е Линденска, тоа е булеварот Свети Климент Охридски и Теодоси Гологанов, Првомајска. Да, Борис Трајковски поново. Борис Трајковски се извини. Булевар Србија, Видој Смилевски Бато. Што се булеварите? Значи вака, Јанко, па ќе се вратам 2009 зашто тоа не е стартна основа во кој што ги уредувавме односите со граѓаните. Значи тогаш граѓаните на анкетите покажаа два клучни проблеми кои што треба да ги реши едниот градоначелник. Тоа е решавање на сообраќајниот хаос или намалување на проблемите во сообраќајот на граѓаните и втората е на комуналната хигиена. Тргајќи од тоа, значи во изминативе скоро 4 години, речеме, не полни уште малку, значи претежно мојот ангажман беше насочен кон решавањето на тој проблем. Јас сум задоволен од она што го реализиравме досега. Значи реализиравме, кој што кажавме, сите тие булевари кои што ги направивме. Доста беше интересна реализацијата на булеварот на Илинденска, заради тоа што имаше многу отпор од граѓаните, немаше доверба, немаше верување. Меѓутоа кога веќе го реализиравме и кога го пуштиме зелениот бран, граѓаните сфатија дека тука возилата се движат многу побрзо, побезбедене, помалку се загадува, подобро изгледа, така да веќе ја добивме довербата во граѓаните дека она што ќе го предвидиме за следните години, ние тоа и го реализираме. Но булеварот Илинден го збориме за Илинден. Да. Значи булеварот Илинден стигна до една фаза, се прошири и веќе настанаа проблеми. Прилично долго се гради во делот од воената болница па натаму. Зошто тука доцнат работите кои требаше да видат одамна завршени? Пака, значи ние ако приметите, ние гледаме дека главните градежни работи ни се во летниот период. Така. Значи никаде ги почнуваме проектите
или почетокот на мај, крајот на Па април. не може асфалт да фаќа сега на овие студови. Тоа ни е на сите јасно, толку научивме. Едно е тоа. Второто е тоа што помале сообраќајната гужва е помала во летниот период. така да може, знаете, кога се гради одреден период ќе биде запрано или периодично или повеќе денови или слично, ќе се пренасочи сообраќајот на други места, така да може покомотно да се работи и побрзо да се работи. Овој, како да го речам, втори или трет дел да го речеме, зашто првиот дел ни е од Климент Охридски до 8 септември, кој што го направивме, а вториот дел за да можеме да према Блески договори, према значи салата Борис Трајковски, уште една фаза интервентна ја направивме и ова е третата фаза, значи некаде почнува од пред бензинската на Мак Петрол па се до после Сити Мол. Тука имавме огромни проблеми со имотно-правни односи. Прво, ние со Мак Петрол долго време се разговаравме, договаравме, преговаравме додека тоа го изнајдовме. Исто така со другите... Зошто? Оти им навлегувавте во требникот? Бензинската пумпа не е поместена. Не е поместена, меѓутоа тој си го откупил земјиштето од булеварот. Од кого си го откупил? Си го откупил од државата. И ние бевме фрапирани. Меѓутоа си имаше документ човекот, си го откупил земјиштето и нас ни беше многу чудно. Мак Петрол? Да. И... Некој му го продал на Мак Петрол место каде што ќе поминува булевар. Каде што поминува булеварот. Тоа ние го решивме, со него се договоривме, му го плаќаме ние на одреден број на рати и тоа додека го отклучивме, поради тоа исто така имаше и натаму и во другиот дел ние плаќаме многу пари за експроприација на земјиште. Не знам колку знаете, меѓутоа многу земјиште се враќа на булевари со денационализација. Во законот е многу јасно кажано. Не сме да се врати земјиште со денационализација онаму кај што има сообраќајници кои се дефинирани по ДУП или по ГУП, а Илинденска па и останатите сообраќајници дефинирани се многу поодамна. Како им ги враќале, не знам, ние поведуваме како град Скопје сега постапка. Кој им ги враќал? Комисијата за денационализација. Врз основа на мислење од Министерството за транспорт и врски, али зборувам ова јас пред 2005 година, тогашното министерство кој им дава потврди дека поред овде нема многу лукаво, морам да притам. Страшно, јас се обидов да спречам еден случај сега пред мина. Тие треба да им се вечно благодарни на тие од тогашната власт затоа што еве сега одлично профитирале. Ќе видиме сега, ако ќе видиме сега ние го вклучиме јавниот правобранител, значи почнеме судска постапка да видиме како е тоа дојдено за да може заради тоа што ние не сакаме да им платиме, не треба да им плати некој друг. Заради тоа што не може да направиме булевари доколку ни се земјиштето, доколку плаќаме толку земјиште за своја експроприација. И сега стои така она недовршено, недоправено. Овој дел сега кој што се прави, значи веќе во функција, ама не е во оној квалитет што треба да биде, веќе фати овој зимскиот период. Меѓутоа јас сум благодарен што успеа до тој степен да се заврши, за да може да има едносмерни и во едниот и во другиот правец. Многу лошо изгледа, неколку пати возев таму и навистина многу непријатно, ама добро и вас ве разбирам, ги разбирам вашите проблеми, ама знаете, господине Трајановски, кога возам, ја не можам да разбирам во моментот проблем. Ја имам проблем во моментот кога возам. Едносмерно е, па некој вози од таа страна по ова и така натаму. Влезот за Сити Мол, кој е сега стана епицентар во градов и така натаму, голем сообраќај, а не се решени се уште. Таму го направиме специјално за Сити Мол. Не беше предвидено. Меѓутоа со оглед на тоа што беше голем инвеститор, дојде Зоран кој што е представникот на Сити Мол, го ставивме во програмата минатата година и тоа го реализиравме како булевар. Така да сега прекрасно изгледа на влезот на булевар, кој ќе видите на влезот на Сити Мол, од оваа страна Манап, широко, дава една богатство, една широчина. Само незавршеноста. И сега ја не ја разбирам логиката. Толку огромни средства. Колку ве чини Илинденска, колку нас не чини како граѓани на Скопје и Илинденска. Не викам дека не треба. Ќе ви кажам што ми е поентата. Колку не чини Илинденска и колку ќе не чини до крај да се заврши. Па видите, значи сега овој дело што беше од Климент Охридски до 8 септември околу 200 милиони. Добро. Денари беше 200 милиони и нешто. Оној вториот дел кој што рековме дека е до влезот до Борис Трајковски до салата, тој не кошта околу 30 до 40 милиони. Значи 240 милиони. 240 до 250. И до крај? И останатиот не кошта околу милион и нешто милион евра. Да. Вкупно? Вкупно, значи 60, скупно околу 300 и нешто милиони.
Значи околу Денари или евро? 300 милиони денари. 300 милиони денари. Значи тоа ќе дојде некаде околу 5 милиони евра. 5 милиони евра. Да. Се не ја разбирам. Океј, јас се согласувам колку и да чини да се направи затоа што возиме, ни треба да функционира. Ја не ја разбирам логиката како шофер, како возач, како корисник, не ја разбирам логиката на Илинденска. Значи Илинденска иде право и у еден момент врти по 90 степени англ. Џабе што ние сме возеле на 6 ленти во широка икомоција, кога мораш да кочиш, да вртиш и да се приклучуваш во целиот калабалак повторно на Партизанска. Значи, според моите сознанија постои некаков проект кој тука треба да продолжи со мост од другата страна, па да продолжи натаму и некаде да се спои и да логиката на да оди кон обиколницата, ако не се лажам. Покрај Волково, покрај Ново село, покрај Волково, значи прво покрај Дамегруе, Ново село, Волково треба да оди на обиколница. Колку ни е ова приоритетно? Колку вам ви е приоритетно? Тоа сакам да кажам, значи тоа не е приоритетен проект според мене. Значи ако гледате, ние одиме од центарот према периферијата. Добро, така е. А за да го направиме се тоа на кој што рековте, први треба огромен мост на реката Вардар. Ќе помине од другата страна. Добро. Има еден дел кој што е километар и нешто вака. После тоа треба уште еден мост на пругите. Пругата што доаѓа од кај Тетово, тука е позаду. Како надвозник треба како да иде? надвозник. Тоа не е една пруга, повеќе пруги се таму. После тоа помина низ поле, да речам, доле измеѓу Лепенец и Ново село и Лепенец и Волково доаѓа на заобиколница. Значи, пак не можам да те фатам, пак ги знаеш поише. А стопати иде, викам ќе те фатам нешто да не знаеш од тие делови. Све ги знаеш. Све ги знаеш, не можам да те фатам. Добро? Океј, одлично. И така да што не чини? Не поминува низ население, не е приоритетно зашто дали Јанко или Куце се ако ќе оди за некаде дојде ќе оди на обиколница преку на Поилинденска, преку Вардар, преку мостот да отиде некаде кај Волково или Илинденска, па лево да отиде на Тетово или десно да отиде на не знам да се врати на кај Куманово, да оди на кај Хиподром. Така да таа би била од вас која ќе се пробие, значи би била приоритетна од аспект на развој на мало стопанство, развој на градот Скопје, во тој дел кој ќе помине, кој ќе помине тогаш да почне да се гради. Сегашното население кога би се изградило би ја користило дел населбата Даме Груев, дел би ја користеле Ново село и дел Волково би ја користеле. Така да ние имаме поприоритетни проекти кои што се во градското подрачје, во урбаниот дел кај што има многу население кои што треба да ги користи тие проекти. Кои се тие проекти што се најитни, овие ги наброивме што ги направивте. Прво да ве прашам, дали сте задоволни од Првомајска? Борис Трајковски. Во кој смисол? Дали сте како излезе целото решение? Видите, јас Јанко сум задоволен заради тоа што првичниот проект што беше, ние требаше многу да рушиме. Ние требаше да дадеме околу сите се надевавме дека некаде 3 до 4 милиони евра требаше да дадеме за експропријација. Алфа банка што требаше да срушиме. Одвај најдовме начин на моје инсистирање на стручните служби на проектантот да го направиме тој проект за да се направи. Ама зошто господине Трајановски барате сега ја да имам некаква емпатија зошто не се срушила Алфа банка, нема да пропадне Алфа банка. Ја очекувам стварно навистина дека повеќе ќе се руши за да иде поправо таа улица, а не да биде проширена истата улица па повторно со оние кривини. Ова беше максимум што можевме да направиме. Значи ние ова сообраќање се преме со средства од банката Ебората. Значи имаме толку одредени средства. Така да доколку буџетот колку учествува градот во градот Скопје, значи директно од буџетот учествува помалку. Мислам некаде учествува околу пола милиони евра. Значи доколку ние би ги обештетиле, би ги експроприрале сето тоа земјиште и сите тие згради ние би не коштало повеќе неголи што не кошта нас Првомајска или Борис Трајковски. Не знам дали знаете 400 и нешто значи имаме предмети од имотно-правни односи кај што сме испроприрале земјиште. Сите тие луѓе треба да се викнат, да се направат елаборати, да им се понуди цена, не сакаат, па после тоа додека се договориш на 2-3 пати да ги викаш, сета таа процедура не траеше некаде околу 5 до 6 месеци додека завршиме. Со 400 и нешто луѓе да се договориш да го отстапат земјиштето, имаше двајца кои што не сакаат да го отстапат, во тој случај има една процедура која што се оди преку општината, преку градот Скопје, владата ти дава службеност, а на него му дава можност, доколку не ја прифати цената
кое што градот му ја дава, да си оди на суд и да судот како што ќе пресуди, така да му платиме. Така да Борис Трајковски е клуч на... А зашто не се согласува? Заради цената? Ради цената. Значи, Добро, нормално, со не си окей. мислат дека нема да помине булеварот, меѓутоа ние сме упорни, булеварот мора да помине. Не е градба, туку е земјиште од дел од дворно место. Мене ми е жал што тим се смалува дворното место, меѓутоа тие знаат, тоа е во коридорот на булеварот дефинирано, да речам пред 20-30 години. Граѓаните ќе треба да сменат свеста во централното градско подрачје дека дворови широки се помалку ќе има простор за таква комоција како што некогаш е имал градот. За такви работи ќе треба да се иде на периферија. А тоа е блиску до рампа, заради со погледот го гледаш центар. Да, апсолутно. Апсолутно. Тоа е потпуно разбирливо, но сум за тоа да луѓето добијат фер обештетување, бидејќи знаеме колку може да чини метар квадратен кога он би го и така натаму и така натаму. Освен со овие два предмета ние со ниеден немаме проблем. И сега Линденска немаме проблем. Сме немали и не Линденска. Така. Ви знаете како сега стигнавте сега до раскрсницата знака и стигнеме до предохис. До предохис. Значи и сега и натаму претпоставам дека не ви е приоритет, а има многу објекти индустријски, мало стопанство. Таму ќе продолжиме во зависност од финансиските средства. Значи ние треба да стигнеме до мостот на Маркова река. Таму имам до или преку. Мислам до таму е булевар, натаму веќе и како да кажам население погоста локален пат го смета, тоа е булеварското решение, со булеварот е предвиден до Маркова река. Како што рековте, таму има многу индустријски објекти. Охис се надеваме дека ќе биде во функција, така да и тоа исто така ќе биде голем консумент. Многу големо население поминува таму, значи Студеничани, Зелениково, значи поминуваат Драчево, према Македонски Брош што одат. Така зборевме последниот пат ве прашав, викам што ќе правите со местото, зошто не се изградат некои стамбени објекти. Ми рековте дека Охис, земјиштето во толкава длабочина е загадено да никогаш таму нема да може да живеат луѓе. Значи никогаш не ќе може да се изгради. Тогаш ве прашав, го паметам разговорот, ве прашав што може да се направи, тогаш сметавте дека по евентуалната ликвидација на Охис, таму би било паркинг за тешка механизација за јавниот сообраќај и за градот и за потребите на тие тешки возила каде да се паркираат и не знам, така нешто во таа смисла ми нафрливте. Сега во моментов ми текне, немам точен податок. Го ставиме типот на производството на Охис. А сега нешто спомнавте дека се надевате дека тоа може да се рестартира. Имате некои податоци? Одредени делови, нели, владата го продава Охис, значи неколку пати го нуди licitacija со секојаш следниот пат со пополни услови, така да одредени делови, одредени погони, одредени дејности, значи ја се надевам дека ќе се рестартира делот тој од Охис. Доколку не се рестартира, би се направиле на тоа земјиште некои нови други индустријски објекти кои што во сличност како што се тие околу нив. А има и одредени делови кои што бидејќи е таков типот на производството кој што почвата е загадена. Таму си има одредени постапки, има посебни постапки на кои што треба тоа земјиште да се враќа во нормала или пак да се заштити на еден специјален начин. Во секој случај булеварот Борис Трајковски од булевар Србија до Маркова река е 6 километри. Многу брзо 2 километри од булевар Србија до почеток на Охис, Охис фаќа 2 километри и од крајот на Охис до Маркова река има уште 2 километри. Така да ние уште минатата година што ви е планот? Ако добиете, а известно е дека ќе го добиете и вториот мандат, бидејќи имате против кандидат кој едва и го познава Скопје, се работи за тоа. Какви ви се плановите? За тоа ќе продолжи понатаму? Да, ќе продолжи во зависност од финансиските средства. Линденска ми кажавте дека не е приоритет сега. Значи да не очекуваме ништо понатаму на таа страна, но овде Значи овде ние планираме во зависност од финансиските средства да продолжуваме. Значи ако иде исто како до сега што одело, со ЕБОР, Светска банка, ММФ, не знам, имате веќе покренато барање за кредит? Не, немаме сега. Значи ние уште сега работиме со овој треба да го затвориме, заради тоа што таа уште не е завршена. Не е завршена. Не е завршена, треба да се заврши некаде април, евентуално мај, бидејќи фатија зимските периоди. Така беше. Понатака, зависи од нашите финансиски средства, ние ќе треба да го продолжиме. Зошто толку досна почна
почне изградата. Не можеше ли Не почна толку летово доста. Не почна толку доста. Ние ја почнавме, мислам дека некаде почетокот на април таму. Ама да се сеќавам. најинтензивно беше некаде септември, октомври месец. Јанко, знаете што е проблем кога се прават булеварите кај нас? Најголем проблем е подземните инсталации. Така. Значи, ние имаме тамо електрична енергија, парно, Не треба знам да што нам, телекомуникација. Нас ни се случи ваков случај. А вие тие подземни инсталации не можете да ги правите, мора да ги прави. Ако е топлификацијски цевки, топлификација треба да го прави. Да, така? да. Ако се електрични цевки, тоа Не, ние го правиме, ама им плаќаме на нив за дислокација. Значи има еден парадоксален случај. Значи тие не ни плаќаат нас по тротарот штитат или одоздолу. Не разбирам. Па нели кога они поставуваат свој кога треба да постави и така натаму, тоа го изведува топлификација. Да, меѓутоа ако веќе е изведено, Аха. а ние треба на него да направиме булевар и да го дислоцираме, Добро. по закон ние ја плаќаме дислокацијата. Сега дали ќе изведат они или он, меѓутоа ние ја плаќаме. Сега Добро. по новото им например, ако ова веќе еднаш изведена во новите договори, секоја следна сами да се изведат заради тоа што на градот Скопје му користат простор испод тротоарите или испод коловозот, а не му плаќаат пари. Што се случи тука дел од општината па према Расадник? Се случи да кога почна да булеварот да го прават, во проектот топлификација, значи мрежа за топлификација беше на тротоарот. Кога почна да прават, гледа дека фатила на граница, малку фаќа на булеварот, малку на тоа. Мораше специјално да се прави заштита на линијата за парно грејење, значи во канал се става горе со плочи. Тоа не забави долго време. Ради тоа што проектот кога бил правен, примерењето е утнато дека тоа не е на тротоар, туку е и во дел од булевар. Ако е во булевар, врз него одат возила, ќе мора добро да се заштити. Така да имаше голем број на такви, да речам, неправилности и грешки, за да можеш сите тие да ги бара време. Беше прилично голема кампањата овие месеци, ја често поминував таму и што се вика прашина до небо се дигаше, но беше за мене пријатно да гледам како механизација работи и навечер, а не само во работно време од 7 до 3 кога е најгусто и после стојат машините како што често пати сме навикнати. Мислам дека знам дека е многу поскапо градењето кога се работи во втора и во трета смена, ама граѓаните се подготвени да го платат, да се плати таа цена. Морам да кажам тука за Борис Трајковски. Нас Борис Трајковски ни ја прави Алпине и Жико. Алпине доби тендер, меѓутоа не беа способни да прават онака како што беа по тендерот. Ние со големи притисоци, може си има проблеми секој натеш. Со големи притисоци успеавме да стигнеме пред зимата да го ставиме асфалтот таму. Во оној дел од булевар Србија не успеавме тој завршниот слој, го ставиме тој БНС, што се вика носечкиот слој. Така да секоја недела по 2 до 3 пати со модел на терен и целата траса пешки сме ја поминувале само да им направиме притисок побрзо да не завршат. Побрзо, во рокот кој што го предвиделе. Добро, еве да ве прашам кога зборевте за експроприација. Има ли шанса да се реши оној проблем, деценијски проблем, натегањето помеѓу сопственикот и градот на улица Водњанска? Да, значи, јас и Тодорович го викнавме човекот, Благоја. Има они проблем уште, значи имаше уште имотите односи не му беа решени, тоест не му беше префрлено на него. Се договоривме комплетно и јас се надевав дека ќе биде до март, до февруар месец ние ќе може да ја срушиме куќата. Целта беше ние да му го откупиме земјиштето, да му откупиме куќата и во тој дел од другиот, значи оној дел што останува, веќе има маркица. Маркицата да му усртаат да му е дополнат нешто во општина Центар и во тој случај да булеварот го исправиме. Тоа ми беше голема, да речам, да нечам обсесија, туку голем проблем за да го решам, меѓутоа зависеше од сопствениците, знаете како е. Идеме и со некои поопшти прашања, но да продолжиме понатаму по Водњанска нагоре. Градот почна да се шири стамбени објекти. За мене лично емотивно ми е жал што не постои хотел Панорама, едно од најубавите места во градов кој е окей, сега го нема, тоа е сега реалноста. Но министерот Јанакиевски најави реалност повторно рестартирање на идејата за Сончев град. И во таа смисла најави дека приодниот пат ќе оди токму преку Водно. И сега јас со него не го разговарав тоа, но
ќе се актуализира. Сигурно ќе бидат ангажирани, ќе се кренат еколозите кај да е, тие малку се бавни и тромави, но нема ли таков еден пат да ја загрози екосредината, бидејќи, пазете, населба, значи ќе биде многу поширок пат, ќе мора да има. Ќе има далеку поголема фреквенција на возила. Имате ли веќе некои сознанија, планови, што, како? Има ли некои други алтернативи за таа приказна? Денко, јас послушам за овој случај дека Сончева град има пат пред таму. месец и пол дена. Пред, да речем, година и пол, градоначалникот на Сопиште Јован дојде кај мене. Добро. Вели, имам јас инвеститори кои што сака да направат тунел подводно и да идат на Сопиште да излезат. Ова му го поставив. Во тој случај На министерот Јанакиевски ми рече дека е многу скапо и дека никој не би се нафатил на таква нешто. Значи, кај мене дојде градоначалникот и инвеститор, во ред, дојдете да видиме, да видат со нашите стручни служби, со урбанистите кај нас, кај треба да почне тој тунел, кај треба да завршува, заради тоа што многу е значено дали ќе биде одоздо, ќе почне на почетокот на качување на водно или ќе биде некаде таму на средината пред последната кривина вртање на десно. Овој муавет од пред 3-40 години дека пред основното училиште Кочо Рацин треба да биде. Не. Тоа би било Имам технички проблеми мали. Да. Мора да направиме кратка пауза. Ред. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3. Иако беше таман време за реклами, за рекламниот блок, јас се извинувам ако имаше проблеми со звукот, бидејќи моите емисии долго траат и не секогаш техниката, батериите, поточно речено, ги издржуваат. Многу се збори и така натаму. Што се однесува до интервјуто, веднаш го продолжуваме, само следново да ви го кажам. Режија може мојот компјутер, како и секогаш градоначалникот со градоначалникот одвојуваме дел за гледачите кои имаат свои проблеми од разни карактери, проблеми кои се врзани со ингеренциите на градот. Па, го објавив ова прашање до градоначалникот на Скопје, сега и овде, ако имате сериозни, оставете број или мејл за да ви биде одговорено ако не стигнеме во емисијата. Значи, ние ќе се обидеме на дел од прашањата да одговориме што ќе ги поставите. На она што нема да се постави, градоначалникот ми кажа дека има цел тим кој ќе биде ангажиран токму за вашите прашања и ќе ви биде одговорено. Не само лично, истите одговори и ќе бидат објавени и овдека на Facebook страната. Facebook за вас е гола вода, мислам. Добро, окей, режија, се враќаме. Господин Трајановски, ми зачнавте една интересна идеја со која ќе морам сега и со градоначалникот на Сопиште да поразговарам во врска со инвестицијата за тунел, која е идеја една стара децении и децении, кои сите велеа дека е многу скапа, но дали има инвеститор или не, сега ќе се потрудиме да дознаеме. Да се вратиме на вашите ингеренции, уште малку за сообраќајот. Значи, бидејќи зошто олку оставаме простор. Рековте дека еден од првите проблеми и приоритети кои граѓаните ви ги посочија на сите анкети е сообраќајот во градот. Има тука уште неколку клучни работи, но како што е јавниот сообраќај и така натаму. Да, тоа сака да го дополнам вака. Значи, за намалување на сообраќајниот проблеми во градот Скопје, значи треба да решат повеќе проблеми од повеќе аспекти да се решат. Значи, од аспект на инфраструктура, значи проширувањето на булеварите, на улиците, исто така од софтверскиот аспект, значи зелените бранови допринесуваат за одреден степен да се намали проблемот на сообраќајот во градот Скопје. Многу е значено да се воведе квалитетен јавен превоз. Со набавката на автобусите, значи од владата на Република Македонија, веќе граѓаните почнуваат целта да ги остават возилата, да почнат да се возат со јавен превоз. Кај нас менталитетот е таков да секој сака да се вози со кола, а најчесто сам. Ова е ран капитализам. А најчесто сам да се вози. Најчесто сам, така. Јас ви кажа за Фрајбург по почетокот на емисијата, таму значи на 1000 жители колку возила има градот, така се мери неговата енергетска ефикасност или дали е зелен град или не е. Значи доколку има подобар јавен превоз, граѓаните не случајно користат возила, иако и ние малку и менталитетот не е така. Меѓутоа колку повеќе се користи јавниот превоз, толку помалку ќе имаме
проблеми во сообраќајот. Така да исто така ние имаме уште еден проект кој што се надевам дека ќе биде реализиран и велосипеди. Правењето на велосипедските Искрено да ви кажам, еве ја на стари години повторно се вратив на велосипедот, прво имам подобри услови, добри и подобри велосипеди. Во секој случај, но градов е многу user friendly кога го возиш со велосипед, многу е попријатно све. Со автомобил ја нервен слом додека да стигне. Правиот ефект ќе биде во возење, можност за возење велосипеди кои ќе бидат катните гаражи и кои ќе биде решен проблемот со паркирање. Значи, кога ќе бидат завршени катните гаражи, во тој случај не можеш да паркираш било каде и сега. Задоволни сте со темпото на градење на катни гаражи? На едната сум задоволен. Ова на Јужен булевар? Она што е на Јужниот булевар, Каши Макпето. Коцката. Таа ќе биде, се надевам дека ќе биде готова некаде април-мај следна година. Со ова што е кај Беко, поранешно Беко што го велиме. Дупка настои, отидовте до Кина. Заради тоа што ние сега го раскинавме договорот со изведувачот конструктор, заради тоа што не го пратеше темпото кое што требаше да го прати. Колку доцнеше? Што доцнеше? Па доцнеше бајање време, тој ние го раскинавме договорот, наплативме банкарската гаранција, го ангажиравме сега второ рангираниот и тој ни даде ветување дека со мало закаснување, можеби со никакво, ќе го заврши објектот во времето во кое што беше планиран. Така да, втората фирма која што беше на ранг листата на тендерот, тоа е Бетон, македонска фирма. Така е законски? Да, законски мора се да биде издржано нормално. Не треба да се иде на втор тендер? Не мора. Во случај, значи, проценува самата фирма, значи градот Скопје проценува дали ќе оди наново. Може ли Бетон тоа да го заврши? Ќе може. На време. Мислам дека Бетон има капацитет, така да таа катна гаража се надеваме дека и таа ќе биде во оној период во кој се беше предвиден. Значи, долго време сте. Не, со овие фирми. Не, само извини да завршиме сообраќајот. Значи, со велосипедските ако бидат, ние гледаме и покрај Кеот, значи кој ќе заврши оној делот кај што е прекинати велосипедските патеки поради градот во центарот. Ја ќе ви штрајкувам. Веќе мене ми смета. Бидејќи ја користам една од најубавите велосипедски патеки е покрај Кеот. И да фатиш од Александар Палас до Ново Лисиче е најубавата рута за возење. Ја немаме. Тоа е по десната страна. Да. Значи прекинате поради градбите. Ние направивме левата страна. Значи исто од мостот Близнак или поранешен мост Близнак ваму кај значи на булевар Србија. Да возиме од левата. Не, зашто од безбедности причини. Еве да ви кажам. Осветлено е се, Јанко. Еве да ви кажам, полека се враќаат луѓето, ама знаете што ни фали? Еве да ви кажам што ни фали и во разговор, бидејќи ја скоро секојдневно кога беше малку потопло возе и се запознав што има проблем. Значи ни фалат некои мостови каде што ќе можеме многу близу да заокружиме, да преидеме од една на друга страна. Тоа рампи ги вика, тоа значи за да може да се качи некаква рампа да можеме да преминеме пешаците овие на инфаркт штрасе што трчаат. Што сакам да кажам, значи таа левата страна значи беше прекината онаму кај што Серава се влива во Вардар. Добро. Таа Серава се влива во Вардар каши градскиот парк. Так. Ние правиме мост, тој ќе биде завршен, ако не биде во декември, еве го заврши декември, во јануари или во февруари ќе биде завршен. Со тоа ќе биде непрекинато, кој ќе се отпушти овде од булевар Србија, значи ваму од Лисиче, па се до Систина. Тука немаше заради тоа што беше прекинато. А деснава кога ќе биде? Пак овој мостов што е мостот на културата е заради него не можеме да поминеме. Јас се надам дека доста брзо ќе биде тоа. И таму со конструктор мислам дека беше се откочи работата и тој сега интензивно се гради и мислам дека на пролет веќе следната година ќе бидат патеките чисти. Ќе може да се оди по нив. Дали исперцепиравте колку народ циркулира летно време на Кеот на Вардар? Тоа е, јас сум фасциниран. Значи, прво овие рековалесцентиве од инфаркти, што трчаат, што шетаат, луѓе со кучиња, мали деца, сите велосипедисти. Нема подобро место за возење велосипед и рекреација по и плюс тоа малку повеќе провев. Значи малку посвежо е, така да има дука ветер. Така навистина е фантастична работа. Јас многу често летово и минатото и наназад, значи рекреирам навечер. Оние што ги направивте за вежбање, ви кажувам, плажите се убава идеја, ми е жал што не заживуваат како што треба. Но, например, деловите каде што се за вежбање, како што со тие со желе, постојано е полно со луѓе. Ја не ги користам, уште не сум за
Пренабилдал сум ја вака, како Шварценегер, да не ги комплексирам. Сакам да кажам, сум фасциниран колку народ циркулира таму. Просто не ми е јасно како не се разви една цела индустрија тука, не знам, прехрамбено, забавна и што ти ја знам и така натаму останува. Подобро што нема. Подобро и што нема. Подобро што нема. Да. Ми се допадна тоа, например, што тие некои диви населби од картони ги расчистивте како што треба. Беше на вистина ужасна смрдеа и така. И осветливме цела патека, на одеден дел не беше во аеродром, не беше од мостот на железничкиот мост па се до, не знам, таму едно 300 метра не беше и тука го направивме така да не прекинете осветлен. Така тоа е значен елемент во значи во превозот, да рече, во рекреирањето. И она последниот проект од сообраќај што сакав да го споменам, тоа е Центар за управување и контрола на сообраќај. Градот Скопје следната година ќе го... Тоа е конечно софтверското компјутерско решение на сообраќајот. Секоја раскрзица ќе биде од една контролна соба управувана. Пред секоја раскрзица ќе има бројачи на автомобили, на возила. Добро. И во зависност од возилата, во одреден период на шпицови, во зависност од возилата кои што доаѓаат од одреден правец, доколку има многу возила, во тој случај зеленото се продолжува на тој правец. Значи самиот компјутер софтверски му го продолжува за оно како паметен полицаец да има. Значи во зависност од одреден број на возила да поминат. Така да и тоа ќе допринесе за одреден степен на растретување. Главното, да не ви падне системот тоа паметен полицаец, тоа блускрин. Има резерва, има, значи ова не е ништо ново, мислам го имаат градови. Се шегувам, пред 15 години. Но другите градови ова одамна го има. Тоа Љубљана го има пред 15-20 години. Значи главното е ние да почнеме да правиме двонивојски раскрстици. Или значи онаму спуштени булевари кој што е Јужниот булевар. Да. Така да веќе Јужниот булевар во делот позади Рамстор, ни позади музеот на град Скопје, значи склучивме со јавно-приватно партнерство, на булеварот му дадовме да гради јавниот приватен партнер, а тој да го спушти. Ќе го спушта. Ќе го спушти онака како што е предвидено, само со тоа што над булеварот на него му е дадено да гради објекти. Градот Скопје. Колку високи објекти може да се гради на тоа? Па зависно од деталниот урбанички план, мислам дека може околу 5-6 ката, независно тоа не пречи долу што е булеварот, зависи тој колку има. Колку ќе понира тој доле? Тој ќе понира околу 6 метри. Значи тој треба да биде нивото 6 до 7 метри. Значи сообраќајот ќе иде подземно, во која должина би идел? Тоа сакам да кажам, значи тој булевар е целиот подземен некаде од рампата во кисела вода, па се до излезот на Скопје. Така бил проектиран. Меѓутоа тој ние реално може некаде до Реплек да дојде, веќе понатаму веќе има градби многу кои што треба многу пари за тие да се обештетат. Ние за овој дел само за да биде функционален да ви објаснам. Значи ние веќе градот Скопје ги чека проектите од јавниот приватен партнер да почне да го проектира значи двонивојската раскрзица кај Нова Македонија, значи онаму кај што Јужниот булевар се вкрстува со Климент Охридски и онаму кај што со Кочораци. Не можам визуелно да ве разберам. Зборевме последниот пат за ова и пак не ми е јасно. Значи Јужниот булевар од позади Рамстор продолжува на Капиштец, така? Да. И понира. Пониране, он е пониран цело време. И поминува под булеварот Свети Климент, под улицата која иде под него. Продолжува. Тој е делот ќе понира де факто на паркингот, под паркингот на Капиштец, така? Да, под паркингот, значи он карши Нова Македонија по тој паркинг ќе продолжи сега што е Воденица, значи под нив оди. Така, под нив ќе оди, под тие. Би требало тие да се срушат и поново да се направат над булеварот, ако сакаме да имаме тоа и најверојатно така и ќе биде заради тоа што се гледа да тие бидат и функционални и поново продолжува понатака. И понатака кај 8 септември исто така е предвидена вкрстување, влегување и излегување од тој Јужен булевар и таму да излезе некаде кај Реплека и мостот после студентскиот дом Гоце Делчев. Ова е огромен зафат. Еден од најголемите. А тоа ќе го финансирате на таков начин што ќе најдете инвеститор кој ќе го гради тоа, а за возрат ќе може над нив да гради други објекти? Не ни е комплетно заокружена таа политика, значи овде дел ја треба. Еден дел е овде кај Јужев булевар, позади Рамстор и позади музеот на град Скопје. Так. Во другиот дел ќе видиме како ќе оди, меѓутоа најчесто одат со линиски
градбински центри, значи околу булеварот да има што повеќе градби кои што од комуналите кои што се градат за него да може да се исплати булеварот. Ме интересира една работа. Министерот Миле Јанакиевски рече дека во април месец конечно истекува договорот кој му е даден на концесионерот за изградба на хотелот Радисон на Јужниот булевар, на улица Железничка и помеѓу Железничка и Јужниот булевар. Така? И таму работите стојат веќе 4 години, не е мрднато ништо. Значи ако не се мрдне, тоа ќе иде повторно на продажба и така натаму. Дали државата повторно ќе раководи со тој имот и така натаму, или веќе градот ќе планира нешто друго тука во, дали е координирано според ДУПОТ, ГУПОТ или не знам веќе и така натаму. Вака Јанко, таа намената ние како град го носиме генералниот урбанистички план и ја носиме намената. Значи деломно комерцијални објекти. Општината врз основа на генералниот урбанистички план и таа намена дефинира маркици. Колку ќе биде високо, колку ќе биде широко, тоа си стои. Значи ако одлучи да направи друга маркица, што ја не верувам, туку претпоставам дека значи таа маркица останува, значи ќе мора да се изгради таму друг инвеститор. Само друг инвеститор. Да. Добро. И дали е тоа во координација со овие објекти кои ќе се градат над Јужниот булевар? Да, сигурно. Што е планот реално по вас, господине Трајановски, тоа да почне и колку тоа ќе може брзо да се изведе, бидејќи овдека збориме за еден зафат кој ќе многу копање, многу работа, многу механизација, тоа ќе го загади центарот еден период на вистина ужасно. Јанко, мора да се гради. Јас знам мора. Ја ве прашувам кога, колку и динамиката. Видите, динамиката сега зависи од јавниот приватен партнер, тој сега ги подготвува проектите. Добро. Мислам дека на пролет ќе почне веќе тој со градба. За 2 до 3 на пролет. На пролет. Значи некаде април, мај треба да почне. Некаде за 2 до 3 години тој треба да го изгради тој објект. Во истиот период, кој ќе го за 3 години, во истиот период ние треба на Јужниот булевар позади Рамстор. Позади Рамстор. Да. Во истиот период кој ќе го заврши он. Добро. Ние ќе мора да ги завршиме клучките, веќе не се негови, надвор од неговата. Клучките значи кај подземните. За да може да се продолжи? Да може да се продолжи, да може да поминат луѓето таму и да се уклучи на овој дел. А тој дел што е веќе во Капиштец под паркингот, тој кој ќе го гради? Не, таму нема да го градиме, веќе нема пари толку натаму, тоа е следна фаза. Значи овде ќе дојде само до раскрсница и да може да иде лево или десно. Лево и десно дојде. Добро. Да. И да го уклучиме ние на тоа Теодосиј Ганаваму, да го скренеме малку времено, да речем, за да би можело да оди. Веќе е притисокот прилично голем тука на Водњанска, на таа раскрсница кон Водњанска, со Јужниот булевар тука и ќе се растерети многу. Ќе се растерети, мислите? Да. И Кирил и Методи се оно Митов Јасмин сега е Кирил и Методи поново. Значи и тој исто така ќе биде растеретен. Види, Јанко, биле многу добро дефинирани сообраќајните решенија пред 30-40 години. Ние да сме биле паметни како држава, после земјотресот? Да, ние да сме биле паметни како држава и да биле цврсти на тоа да коридорите да ги изведиме, да не ги изведеме. Добро, и да не сме ги извели барем коридорите да сме ги запазиле, на нив да нема градби. А вака се прават градби, се прават притисоци, се отстапува од ова. Ние сега го правиме генерален урбанистички план. Па веро Јанко, ние 3 години преговаравме, разговаравме, се договаравме како да го направиме за да може да има што помалку последици за граѓаните. Втората работа која граѓаните, за сообраќај од граѓаните веќе можат да поставуваат и прашања и за било што. Значи тоа беше последното што сакам да го кажам. Доколку нема на 2 нивои или кај судска палата, вие ако немате раскрсница на 2 нивои, што сакате правете, контролни соби сакате правете, јавен превоз правете, џабе се. Во Скопје се имаше еден фантастичен план, а тоа е малиот ринг, подземната сообраќајница која требаше да иде од Партизанска кај Соборниот храм и да понира низ целиот центар и да излезе кај транспортниот центар. Тоа е план за кој уште во раните 90-ти се говореше, вашиот претходник во ГУПОТ беше ставено. Да, беше ставено и така натаму. И одеднаш, ја навистина не знам како се случи, се изгради онаа феноменална зграда
благодарејќи на некои политичари Тифани. овдека, Тифани, добро, еве. Од чело на Партизанска. Среде чело која направи невозможно да се направи таа сообраќајница. Не мислам да тој муабет сега да се навраќам, но вие бевте решени, сепак бевте решени, не ќе да се навраќам зошто, како и кој, можеби со некој политичар. Ќе се изгуби политичар. емисијата, да. Сакам да ве прашам, вие не се откажавте од идејата подземна железница да се сообраќајница, сообраќајница низ центарот на градот. Да. Кај мене ја објавивте прв пат, го донесовте планот. Значи, тоа беше пред 2 години, планот и го покажавте јавно за која треба да иде во делот каде што е кеот на реката Вардар. Што стана со тој план? Можеме повторно, би сакал еве и за новата публика и другите гледачи кои не знаат, усвоено ли е, до каде ќе се гради, и ја ги знам сите детали од вашите претходни гостувања. Но може заатар на гледачите да им објасниме? Значи, ако тоа е многу важна сообраќајница, беше предвидено, кој што рековте, со генералниот урбанички план, меѓутоа ние направивме студија за сообраќај на град Скопје, која си ја плативме. Мислам дека уште да направи ни помогне Министерството за транспорт и врски претходно, во која што кога овие стручните лица од компанијата ИДОМ од Шпанија, од Билбао, кои што ја правеа, има многу консултации со нас и не рекоа, оваа сообраќајница онака како што е предвидена, нема многу да биде функционална и ќе ви предложиме едно друго решение. Имено, таа подземна сообраќајница требаше да понира, да почне да понира или да излегува кај градежен факултет, Кај градежен дури, а треба не кај соборниот не храм. кај соборниот, а да излегува вамо измеѓу значи сегашно Веро и пред нова железничка станица. Да. Во тој случај, За таму знам. вие од аеродром, ако влезете и сакате да дојдете во центар, во да речам во големиот ринг кај соборната, Пак не ви е вие треба да функционално. отидете кај градежен факултет, па таму Пак не ви некаде е да вртите функционално, на јасно. Рузвелтова, па да идете или на Илинденски или на нешто друго, или таму кружен тек некој да Ова направи. би било трансферзала, сега, де факто, некоја вака ние обиколница на центар. Да, ние гледавме да биде каде што ќе може да се користат и во малиот и во големиот риг, да се влегува и да се излегува во сообраќајница. И на крај се дојде до решение, они имате симулации компјутерски, да значи онаму пред влада, оно што е пред мостот Гоце Делчев пред владата, Добро. тука да се направи кружен тек на 2 нивоа, тука да почне да се влегува измеѓу поштата и мостот Гоце Делчев и кеот, покрај кеот да оди, под значи камениот мост и да излегува кај пред нова железница. ако возам покрај владата Добро. со автомобил, можам да бирам. Од кај доаѓате? Значи, доаѓам од Илинденска. Добро. Возам од Илинденска, поминувам покрај владата, имам избор да идам преку мостот Гоце Делчев лево, да вртам десно на кај центар, а сега ќе можам и право и да се спустите доле. спуштиме, значи тука негдека помеѓу Вардари и поштата. Да. Ќе има понирање. Ќе има понирање, ќе почне да понира. Практично вистинското понирање ќе биде на средина меѓу камениот мост и пошта и мостот Гоце Делчев. И тоа ќе биде Јанко, значи вела дека после земјот по 2 ленти во еден и во друг правец. Значи булеварски. Тој е прилично широко. Да, прилично. Нема да го зафати самиот кеј? Кејскиот зид ќе остане. Кејот се остане. Го останува кејскиот. Колку е ова големо како зафат? Значи, тоа сакав да кажам. Вела дека најскапиот проект после земјотресот бил кејот. Со оглед неговата должина, као градежен зафат зборам јас. И не се сомневам, да, сигурно. Јас почнав да размислам. Средувањето на коритото на Вардар е еден од најубавите и најамбициозни проекти на во минатото што беа направени. Мислам дека овој ќе биде вториот по големина. Бидејќи неговата проектанска вредност е некаде околу 44 до 45 милиони евра. Со тоа што сметаме дека на електронски аукции ќе падне тоа некаде на 30 и неколку милиони евра, со тоа што владата на Република Македонија ќе даде 2/3 од средствата, 1/3 ќе даде градот Скопје. Ние веќе проектот сообраќајниот е направен, интензивно се прави овој. Нема да се кредитира ова со наши средства го правиме целото. Збораме градот Скопје за неговиот дел пол од средствата. За нашиот дел на градот Скопје веќе објавуваме обрзица. Владата на Република Македонија, најверојатно и таа со некои средства кредитни ќе го покрие тоа. Така да градежниот проект е при крајот и ние се надеваме дека крајот на оваа година или најверојатно почетокот до 10 до 15 јануари да го објавиме тендерот за изведба.
Така да изведувачот треба да го одбереме. А проектот се е готов, све точно крај. се знае што треба да се гради, се како да знае, се гради. се знае, се. Добро, се. кога требаше тоа, напите се малку вода, гледам грлото ви се зафата. Може малку и грејењето да се Не, пушти. добре. Затоа што заладува малку, нели како паѓа температурите заради звукот малку сакаме да сме потивки. Но знам дека делува на грлото. Помласте од мене, па знаете како е. Се шегувам. Ме интересира. Имавте проект дека кога ќе иде таа подземна железница, тука ми звучеше малце како научна фантастика, дека сакате да направите подземна гаража под плоштадот. И го кажавте кај мене во емисија. Да, доколку беше низ, доколку поминуваше. Доколку поминуваше низ ова. Сега не помина под постав, да. Нема да може, значи само ќе биде сообраќајница, нема да биде таква. И сообраќајните инженери кажуваат тоа ќе биде ризично. Од неа да се влегува и да се излегува. Таа ќе биде брза сообраќајница. Така. И се надеваме, значи ако да го продолжиме разговорот, доколку биде таа ќе биде, значи бидејќи веќе сме при крај. И ако го направиме овој дел на два нивоа кај судска палата, и јужниот булевар во две нива, во тој случај централното подрачје ќе биде растеретено со тоа што ни останува уште еден проект, а тоа е булеварот Даме Груев од Партизанска кога вртиш на десно. Добро. Во чело на Партизанска на Тифани кој ќе удете у чело десно, тоа е веќе Даме Груев. Така. Даме Груев или мислам дека е вамоно до Димитри Чуповски и позади доаѓа покрај катната гаража, позади парламентот доаѓа кај градска болница. Само во еден дел имаме ние проблем тука. Пред да дојде на улица Македонија, поради зградата која што беше поранешна на Макошпет, сега има земено некој друг, не можеме да го прошириме булеварот. Кога овие ќе бидат три направени и го направиме булеварот Даме Груев, во тој случај Димитрije Чуповски ние може да направиме пешачка зона. Тоест од портата Македонија до ваму некаде до булеварот Даме Груев, значи да биде пешачка зона. Зборите, улицата, централната улица, покрај Рекорд и така, покрај парламентот, да биде пешачка зона. Пешачка зона. Тоа бе, коцеве, таква работа. За да биде тоа, мора да се прошири оваа заобиколницава. Мора да дадете алтернатива на сообраќајот. Што е проблем да се прошири тука? Зградата на Макошпет. Зградата, значи ние во следниот период треба да се разговара, да се преговара, дел од зградата треба да се сруши. Има ли шанса? Реално ли е тоа? Ние ги почнуваме разговорите со него, веќе разговараме. Има ли таму разбирање за... Па, ќе се најде, мислам дека разбирање. Мора да се најде веќе од интерес за градот, Јанко. Сите муабети завршуваат за пари на крајот на краиштата. Да, борет, ама оно јавниот интерес на крај победува. Бидејќи само таа зграда ви е таму каде што се чукна единствениот автобус двоката што можеше да врти. И во тој случај ние би ја добиле таа пешачка зона во централно градско патиште. Вака улица Македонија вака. Значи ни ветувате дека ако го ја проширите сообраќајницата, значи таа околу центарот, дека улицата во центарот ќе ја направите пешачка зона. Да, ветувам. Значи треба да ја направиме подземна. Дај да гласаме. Подземнава да ја направиме, да ја направиме за околницата. Да. Јас се кажав кои проекти ни се во идеја. Значи мора да имаме идеја ова се проекти кои што треба да се реализираат во наредните 3, 4, 5 години. Втора работа која ги иритира и им прави проблем на граѓаните е хигиената. Донесовте автобуси, значи градскиот превоз и така натаму, би сакал да идеме за хигиената. Ствари, морам да ме прашам сега пред да идеме, мора да го довршиме муабетов за сообраќајот. Донесовте автобуси. И упорно инсистирате на трамвај и тролејбус. А тоа значи, на целиот овој густ наш сообраќај што го имаме со возила еден куп, уште возила на асфалтот да ставиме. И ние кај да е, ќе дојдеме. Колку асфалт, толку возила. Еден голем, бавно подвижен паркинг имаме во Скопје. Тоа е мојата, за жал, апокалиптична визија. Но затоа, ја добивам проекти за метро, надземно. Јас знам дека во Скопје не може да се прави подземно, но може да се прави надземна железница како што е во Чикаго, како што е во Детройт, како што е во многу јапонски градови кои се градат на столбови и така натаму, проекти кои не се баснословно скапи, не се неизведливи. Зошто упорно инсистираме уште возила да ставаме? Не ми е проблем самиот трамвај или тролејбусот или некаков антагонизам. Дали ќе биде плюс автобус или ќе биде трамвај,
Се исто е. Работата е Значи, ние да намалиме број на возила на самиот асфалт. А со ова ние додаваме плюс. Зошто не се размислува, например, таква покреативно, малку похрабро, поавангардно решение, како што е надзем и футуристичко конечно. Надземна железница. И да ви кажам, барок и надземна железница, па тоа е као Blade Runner, како најдобрите филмови од научната фантастика. Градов ки изгледа феноменално. Значи, за трамвајот се предвидува, знаете, од аеродром до Ѓорче многу пати е дискутирано, го знаат сите граѓани веќе тоа, на трасата кај што ќе биде трамвајот нема да има автобуси. Значи нема да има и автобуси и трамваи на иста траса. Добро, а тролейбуси? Исто, значи само трамвај ќе има. Нема да има ни тролейбуси, ни автобуси, туку ќе има само трамвај. Да, ама така е по студијата. Добро, во ред. И тоа ќе биде, сега дискусијата е дали да биде од внатрешната на внатрешната сообраќајна лента или да биде на надворешните или да биде на местото на зеленилото, тоа ќе го одлучи јавниот приватен партнер кој доколку го избереме, кој што ќе треба да биде избран и тој ќе треба да одлучи во која варијанта ќе одбере. Како да ти влезам советник у градот да ти ја матам водава со оваа моја замисла, да ти контрирам на трамвајот и тролейбусот и така. Ние морам да ви кажам дека кажете ми колку е реално. Студијата покажа дека сигурно многу попаметни луѓе од мене има. Студијата покажа дека ова значи со јавно приватно партнерство, тоа значи дека на јавниот приватен партнер да му дадеме можноста да ги изгради трамвајската линија, исто така да ги купи трамваите и да стопанисува, не му е многу исплатливо. Значи нема да има голем профит и затоа сметаме дека нема да има доволен број на да речам заинтересирани. Во тој случај ние го пуштаме сега еднаш тендерот. Има доста компании кои што сакаат да учествуваат, да разговараат. Го пуштаме тендерот за да може посериозно да се разговара со нив. Значи веќе на отворен тендер и кој ќе заврши, ние ќе знаеме колку е тоа исплатливо за јавните приватни партнери, колку не е исплатливо. Доколку тие сознанија што ќе ги добиеме од тие разговори, ќе ни допринесат понатака која политика да ја водиме. Добро, и тоа е во ред. Верувам дека многу понаучно, многу постудиозно и така натаму. Значи, што треба да се дали вие кога нарачувате истражување за сообраќајот, насочувате, дајте ми истражување за тролейбус или трамвај или оставате да ви кажат, слушајте, има и поавангардни решенија. Не, овде сме насочиле за трамвај, да бидеме јасни. Значи, зошто не сакате да размислите или да се видат проекти или размислување на научници или идеја сакаме до крај да ја завршиме и да знаеме дали може трамвај или не може трамвај. Дали е исплатливо или не е исплатливо. Заради тоа што ова беше многу експлоатирана тема. Да. Значи многу беше. Да, и во 70-тите години народот гласаше против. Да. Сега да видиме до крај колку и после тоа ќе ги правиме другите стратегии. Добро. Одиме со вториот голем и горлив проблем на Скопје, а тоа е хигиената. Да. Значи, како што кажав на почетокот, вториот проблем кој што го кажаа граѓаните уште 2009 година, тоа беше комуналната хигиена во градот Скопје. Значи, како што знаете дека, како што кажавме во 2009 година, сметот во градот Скопје се собираше со 6 стари камиони на 600.000 жители. Јавното предпријатие комунална хигиена беше во големи долгови, 7-8 милиони евра, од кои што најголемиот број од ДДВ. Успеавме да каматите од тие долгови, значи, бидат простени, да имат грейс период од 3 години. Немале возила, не собирале, добивале пари, од каде па па и јас чуден човек сум, прашувам се, гурни сум муавет. Зависи кој сакал да бидат тие јаки предпријатија или сакал да ги продаде тие предпријатија. Ако да бидеме отворени сега. Значи, град или градоначалник со слаби јавни предпријатија, тој не може да биде добар градоначалник. Заради тоа што тоа му се механизмите преку кои што тој може да ги остварува своите идеи, оние надлежности, оние области во кои што се наменети. Значи успеавме да го консолидираме финансиски пари тоа јавно предпријатие, така да парите кои што ги добива од наплата да не му одат во отплаќа на долгови, на камати, на сето тоа, а луѓето пак да немаат плата. Ако немаат плата, знаете, таму никој нема да работи. Вториот случај, гледајќи го ова, градот Скопје набави 57 нови возила за комунална хигиена. Со тоа, возилата се знае дека на време тргнуваат, на време стигнуваат на секој пункт кој што треба и, значи, квалитетно се собира сметот.
Исто така, набавивме 60.000 канти за смет кои што ги дадовме на индивидуалните домаќинства. Мислите тоа помогна нешто за помогна. Уште не е докре, заради тоа што имаме многу мали улички кај нас во кои што големите камиони не можат да дојдат. Дури сега во септември, во октомври месец се набави околу 15 нови мали возила за комунална хигиена кои што може да влегуваат во малите улички. Дополнително се набавуваат уште 10 и се надеваме дека таа процедура завршува до оваа година околу обновување на целокупниот возен парк да може и во најмалите улички да влезе. Овие кантите кај што се, значи до 2009 година или до 2010 земете, сметот се собираше само во урбаниот дел. Значи селата не се собира, коти да не беа граѓани на град Скопје. Со поделбата на кантите и со новата организација, со овие возилата што ги земавме, веќе се собира на целата територија. Секое домаќинство на градот Скопје ја ужива од луѓето собирањето на сметот. Така да сега веќе имаме поквалитетно собирање на смет. Добро, ајде за сега идеме со подземни. Повеќето од нас ѓубрето мораме да го фрламе во контейнер. Да. Што е една стресна ситуација затоа што таква нехигиена, бидејќи ја не можам да ги обвинам граѓаните. Се гледам, ставате контейнери брзо се испокршуваат од разни причини, кој копа, кој хендлингот лош или било и што ти ја знам. Хигиената околу нив е, што да ти кажам. Луѓето и ги разбирам што 20 метара веќе ја фрла кесата, неќе ни да се приближи до контейнерите. Затоа што навистина изгледа ужасно. Пред година-две спомнавте еден проект и со цртежи овде кај го покажавме во емисија за подземни контейнери. Ги почнавме. А зошто толку се чекаше? Што беше целава процедура? Се чекаше заради тоа што има административни процедури од еден аспект, а од другиот аспект да видиме кој тип на подземни контейнери се најсоодветни. И што испадна? Што е најсоодветно? Сега испадна најсоодветно за нас е со истиве камиони, со истиве контейнери нема да бидат подземни. Со тоа што се ископува една дупка долу, се стават 2 до 3 контейнери. Истиве овие контейнери? Истите овие. Тие со хидраулика се спуштаат долу. Во горниот дел имате само еден добро уреден да речам отвор во кој што се сипува тоа. Кога ќе дојде возилото да го собере сметот, во тој случај на страна се трга капак со целиот тој отвор, со хидрауликата од камионот се приклучува, се дигаат контейнерите, доаѓаат горе. Инфраструктура, струја таму за самиот камион тоа го прави. Овие камиони ќе можат тоа да го прават. Истите камиони. Добра хидраулика, супер хидраулика. Добро смислено. Заради тоа што со претходниот ние требаше да купуваме нови камиони, па некој со кука специјална, па не знам со вреќа огромна, длабока 5 метри, не знам што. Ние значи со истите контейнери, со истите камиони, со плюс хидраулика, ние ќе си го направиме, а горе ќе изгледа убаво. Многу. Така да колку контейнера доле ќе има во зависи колку сакате, може сега има со 3 и со 2 контейнера. Што има тоа така кој ќе го фрла ѓубрето, он го распоредува еднакво на сите страни? Не, за секој контейнер си има посебен отвор. А посебен отвор. Да, за секој контейнер посебен отвор. Мислев дали ќе се зафаќа помал простор во квадратура на самиот дел, нели да се ослободи таа површина. Исто ќе биде колку што бил горе што зафаќа, толку и долу ќе зафаќаат овие контейнери што се. Само со тоа што тие нема да се гледаат, нема да мирисаат и ќе изгледа убаво. Така да конечно кога ќе почне тоа? Веќе почна ние, каде градите? Веќе градиме овде на Максим Горки, значи Даме Груев што е, од Партизанска кој ќе свртите десно према Палома Бјанка. Значи тука од лева страна пред Максим Горки има на улицата на црешите, да речеме на јапонските цреши, тука на Ќошето почна првиот. Ќе имаме на едно 10 локации, се надеваме за 3 месеци да има во градот Скопје. На 10 локации за 3 месеци. Зошто толку долго градење? Па за дека зимски период треба да се ископа, да се стави хидрауликата. Сега проектите си имаат своја динамика на реализација. Сепак и покрај ова се забележува една работа, господин Тереновски, а тоа е кој ќе заврне дожд или почне, иако се средуваат асфалтите, иако се средуваат и тревниците, сепак градов е препол со кал. Значи, она која возиш по улици и по најчисти и во централно, како може да се избегне, со подземниве разбираме, свеста на граѓаните е се повисока и повисока, се повеќе си го почитуваат градот и покрај се. Ми се допаѓа што после секоја журка, настан, прослава на плоштадот до Сабајле, дали било Великден, Нова година и така натаму, нормално е да се прави веќе, значи во 3, во 4 Сабајле комуналниците веќе расчистуваат. До сега тоа не било пракса и ова е навистина пријатно. Но сепак
Имаме чувство дека градов е нечист. Не е само нечист од тоа, нечист и од воздухот. Имаме загадувачи, имаме тие така наречени секундарни издувувања и изфрлања на чад. Пред се тоа е железара, како и неколку други големи загадувачи. Можете вие да правите што сакате, господине Рајановски, да го изчистите градов, да го светнете, сите возила да ги правиме, џабе е кога таа валканост ни се лепи од озгора, се гуши. Градов важи за еден од најзагадените во Европа. Тоа е срамно. Од друга страна, тие газди добиваат, имаат по 5 фирми, некои добиваат тендери во градов, градат катни гаражи со своите фирми и што ти ја знам, а ваму немаат филтри да стават. Па мислам, граѓаниве од населба Железара редовно се јавуваат ама стварно се веќе огорчени. Во населба Аеродром секоја магла, они уште и не знаат од кај им доаѓа. Уште не се свесни, они мислат цементара им доаѓа или некоја од топлификација, топлана и така натаму. Има ли моќ, сила, градов, вие како градоначалник да се заложите за нашето здравје? Све ова убаво што правите. Ама ова е дамоклов меч над нашите глави. Секој треба да работи во рамките на своите ингеренции. Во рамките на заштита на животна средина има надлежности градот Скопје, има надлежности Министерството за животна средина. Овие објекти што ги овие стопански објекти што ги спомнавте, железара, цементарница и останатите, тие се со интегрирани еколошки дозволи. Тоа значи се под надлежност на Министерството за животна средина. Од нив ги поднесуваат барањата, од нив ги добиваат дозволите и притоа од нив донесуваат програма кога тоа се треба да го направат. Знам, ама знаете зашто ве прашувам? Затоа што притисокот од граѓаните го чувствувате и вие. Да, доаѓа преку општината, преку градот Скопје, ние сме најблиску до граѓаните и нормално го чувствуваме. Ние правиме постојани состаноци со Министерството за животна средина, значи да излегуваат на терен, да ги задолжуваат, побрзо да ги стават тие филтри што треба да се стават, или ако веќе ги стават да ги употребуваат, зашто има често случаи че ги стават филтрите па не ги употребуваат. Ние направивме и мирни мобилни станици кои што ја мерат загаденоста на воздухот во разни делови на градот Скопје и кои што им помагаме на Министерството за животна средина, веќе има проблем од тие сомените станици за да може да наберат што посоодветни податоци. Значи загаденоста на градот Скопје сите знаеме од повеќе има од објективни и има од субјективни причини. Субјективните причини е тоа што градот Скопје е во котлина и во оној дел, па особено према Аеродром, знаете дека тоа понапред било мочуриште, а секогаш кај што имало претходно вода, во зимските периоди маглата е поголема. Так. Значи има стоење, одоздола има, значи како да речам, некој испарување што доаѓа. И Вардар, околу Вардар, секогаш е така. Значи тоа е она од речам објективните дели. Субјективните она кои што кажете стопанските објекти, возилата кои што се движат низ градот Скопје, нивната застареност која што е, исто така куќите кои што домаќинствата какво гориво користат, оние кои што исто така не мора да се стопанските објекти, имаш и други помали објекти кои што користат за топлување, кои што не е соодветно, користат прегорено улје, користат несоодветни дрва, користат мазут. Значи ние во таквите случаи ги пуштаме нашите контроли во она што е под нашата надежност и веќе првите казни се надам дека овие денови ќе стигнат. Ајде соберете во нашата надежност што е. Ајде да видиме тоа. Што можете друго да ми кажете, што можете да направите за хигиената на градот? Една од клучните работи за хигиенава на градот, барем да имаме мали оази каде што, зборевме дека навистина кеот треба да ни го способите во она максимално брзо за да можеме да го функционираме и за шетање, и за рекреација, и за трчање, и за возење велосипеди, значи што е можно побрзо. Втората работа е градскиот парк. Овој делов овдека го направивте бомбона, останаа две чир зони, а тоа е езерце и тоа е бившиот кермес. Да. Што со тие две работи и кажете ми, не сум задоволен од она што го гледам во оној така наречен новиот дел од паркот. Значи како да се запостави тој дел од паркот кај Луна парк што е натаму. Од Луна парк натаму, да. Види Јанко, мислам дека и тој дел е исчистен како никогаш што се било до сега. Значи исчистен. Значи земјата 2009 земјата го сега. Значи нема грмушки, нема трева,
нема нешто несредено таму што е. Значи максимално се одржува тој дел на паркот. Оно што рековте кермес, да видиме за кермес е под надлежност на општина Центар. Дадена му е општина Центар, не знам дали знаете. Не. И Центар треба да објави тендер или самата си го направи па да го издава понатаму за тој дел. Значи тој е одземен од градот Скопје и дадено е на општина Центар. Конечно, тоа е завршено Но веќе тоа работа. одамна, не е од сега, тоа одамна. И тоа треба да се реши. Деталниот урбанички план мислам дека сега помина пред Нема да го месец правите, дена. нема да се прави некоја голема висока зграда не, извини, за кадрици. кермес збориш ова што е крши собранието. Тоа што беше со Трифун Костовски со останатите. Со Трифун Костовски. Тоа не знам како ќе се реши, со новиот детални урбанички план треба да се види. Тоа мислам она кај Езерце, она што беше мала. А кај Езерце? Тоа е одземено. Тоа е одземено, тоа е на Центар. А она кермеска што е градското собрание, тоа веќе со новиот детални урбанички план треба да види како е предвидено. Тоа е оној дел кој што го наградува градскиот парк. Секој ден идете на работа и прво што погледнувате кога ќе излезете од автомобил, тоа е тој објект. Пред што се вика пред ваш двор вие стои. Ја мислам дека сега е донесен детални урбанички план и конечно веќе е решено како треба да се гради натаму. Имате некои информации да ни споделите што? Немам, требало во општина Центар да се види. Новиот дел од паркот, Луна паркот. во Луна паркот одамна се ветува дека ќе се дадало на тендер, нема заинтересирани, има заинтересирани. Луна паркот изгледа како оние луна паркови од Чернобил, што и состојбата му е, што и естетиката му е. Тоа навистина е стварно под нивото на градот. Ние направивме студија и таа студија покажа дека тие не се многу исплатливи како дејност. Значи огромни инвестиции се даваат за овие, особено адреналинските. Ние ако го правиме сакаме, ако го дадеме на некој, нема да му го дадеме да има само вртелешки таму или само од овој тип на реквизити што ги има. Сакаме да има адреналински 3 до 4 до 5 адреналински справи кои што ќе ги привлекуваат граѓаните, а тие коштат најмалку една по 500.000 евра, некоја до 1.000.000 евра, зависи од кај е набавена. Прошлиот кажавте дека ќе се договорите да субвенционирате дел од... Не, уште не сме на тоа. Значи, ние го објавивме последниот пат сега, тендерот завршува, се пријави еден италијанец кој што го евалуира комисијата и има големи шанси да биде тој избран. И она како што баравме, да ги добиеме тие справи кои што ние сме ги побарувале во студијата. Така да, ако испадне да ги исполни тие услови, во тој случај, значи имаме шанси големи на следната година веќе да имаме Луна парк. Ако не ги исполни, што е план? Има една голема компанија Векома, една од најголемите компании за Луна паркови во светот. Добро. Значи Диснейленд и во таа дојде, разговараше со нас. Значи условите кои се во тендерот не им одговарат и со огромна компанија. Во тој случај ќе почнеме разговори да видиме како можеме таа компанија да можеме да донесеме во градот Скопје. И кога би ја донеле во градот Скопје, Луна паркот да биде нивни, тој ќе стане во ланецот на Луна паркови во Европа. Па дајте со референдум. Не. Дајте ние граѓаните. Зошто да се чудиме сега? Еволуирате некој италијанец, не знаеме ни дали е преварант, ни дали може, ни дали е сериозен. Јас се извинувам. Не е сериозен и ние сме преку амбасадата е проверен. Ама ако имаме вака направивте пиар компанија која веќе е покажана да гради едни Дизниленди, па дајте да и дадеме приоритет на такво нешто, таков некој изведуваш ден. Ако веќе тендерот е објавен, ние не можеме тендерот да го срушиме. Да не беше објавен тендерот, беше друга приказната. Кога е објавен, според законот за јавни набавки, јавно-приватно партнерство, тој треба да заврши. Има ли шанса да се среди малку тој парк? Средување, кратење и косење треба, знам дека беше запоставено и го правите тоа. Ама асфалтот, патеките се веќе руинирани. Откако е направен таму, нема посериозни зафати. Ги средивте и мостовите. Осветлувањето е средено, се одржува редовно, значи останува се уште патеките да ги средиме. Исто така ние сме пред подпишување на договор за Езерцето и овој дел да ги дадеме на Риболовна федерација, во која што ќе може тука да стопанисува со тоа да има рекреативно ловење на риба. Значи не да биде за риба да се одлична идеја. Така да и ќе имаат кајчиња во кои што ќе може да ги превезуваат деца кои што сака да се превезуваат. Така да следна година тој дел ќе биде пака доста да се пориви и рибарите да бидат таму. Тоа не е лоша идеја. Ова ми се допаѓа идеја. Нема, ти ќе си имате кајчиња. А што ќе правите со ќе се овозможи на нив да може да се воза со кајчиња дечињата, луѓето низ покрај, значи низ каналите. Колку ова реално, стварливо и брзо и да го видите? Ние сме веќе пред потпишување на договор со нив.
А матка? Езерото матка. Езерото, мислите Треска или Треска, Матка? се извинувам. Езерото Треска, видите, значи езерото Треска, ние правиме сега студија, сакаме да дадеме на јавно-приватно партнерство, да видиме што ќе покаже студијата. Па тој истиот Дизниленд што би го правил, дајте му го него, тоа да го направи исто атракција некој. Видите, тој што е за Дизниленд бараше околу Скопје уште една околу 50 хектари за правење на огромен Дизниленд кој што ќе биде за Балканот, не за Македонија. Па дајте му. Не, веќе ние му понудуваме на него, доаѓа разговара, локациите треба да ги види и слично, така да ако тој на Идеално е ваму. нема доволен број на тој бара 50 хектари. А таму нема тоа. Нема 50 хектари и тој бара околу заобиколница да биде околу главните патишта, да може од цел Балкан да се да дојде, не може да влегува. Има ли некоја место каде што би можеле да му понудиме? Веќе има две локации кои што му ги понудуваме. А базенот во Сарај, што се случува со него? Имате представа под ваша ингеренција? Стариот базен во Сарај. Знам, стариот оне на Чочо што е на вливот меѓу Треска и Сарај. Фантастично место беше тоа. Значи тој е толку запоставен, тој меѓутоа не е на градот Скопје, се уште не му е дадено со одлука на градот Скопје, така да и тој со јавно-приватно партнерство треба да биде ставен во функција. Исто претпоставувам и паркот Сарај. Да, паркот Сарај не, паркот ќе си остане Сарај. Тој не треба да се даде на никого. Базетот може да се даде и езерото Треска се даде. Така. А паркот треба да остане јавно добро. Јавно, значи секој да може да доаѓа да рекреира. А по чија ингеренција? Тој е под градот Скопје, ние го Под одржуваме. градот Скопје. Сите спортски терени ги одржуваме. Значи има фудбалско игралиште, има кошаркарско, ракометно игралиште, има. Сметате дека го заживеавте тој простор? Да. Господине Трајански, одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа продолжуваме со прашањата од гледачите. Продолжуваме со ваши прашања, почитувани гледачи. Господине Трајановски, Да. Има повеќе прашања. Би почнало од едно прашање. Скопје 2014 градба на споменици, прашува еден гледач. Видете, спомениците не се надлежност на градот Скопје. Значи градот Скопје не прави споменици, не прави споменици. Така да тоа е дел од еден друг проект, значи тоа не е наш проект. Учествувате во Ние во Скопје 2014? Значи Скопје 2014 зависи како го гледате. Ако го гледате она што сега го правиме, а во функција на разобување на градот Скопје, тоа е фасадите што ги правиме ние на Пелистер, па понатаму Мак Примат, кои што се во централното градско подрачје. Тоа е дел кој што Значи, ние учествуваме. изградбата на спомениците, врбите, тоа не е ваша Тоа не е ингеренција. нас. Ниту врбите, ниту спомениците не се проект на градот Скопје. Значи, во тој дел са наши се само фасадите на Трент и на Пелистер и онаму сега на Мак Примат. Црквата во центарот, проектот Скопје 2014. И тоа не е ваша ингеренција? Градот Скопје воопшто нема никаква ингеренција Околу на тоа. тоа. Колку пари ќе бидат вложени за спортскиот дел од Скопје? Владко Арсовски прашува, ама дали вие разбирате што подразбира под спортскиот дел од Скопје? Разбираме, значи спортскиот дел од Скопје пред се мисли на помагање на, предпоставувам, значи гледачот дека мисли Владко дека мисли помагање на спортските клубови, федерации, здруженија и слично. Ние значи оваа година потрошиме некаде околу 1 милион евра во помош на спортот. А дополнително околу правењето на спортски објекти или спортски терени. Значи претежно сме ориентирани на средните училишта, онаму за кај што можеме во училиштата направиме спортски терени за подобрување на спортувањето на учениците во средните училишта. Добро. Дали ќе проширувате некој нов булевар и нови велосипедски патеки? Накратко, проширувам тоа и тоа, правам Значи, ние ќе продолжуваме со Теодоси Гологанов понатаму. Теодоси Гологанов. Теодоси Гологанов, Христијан Тодорски Карпуш во општина Чајрче, што ќе биде. Добро. Исто така ќе продолжиме на што рекоме со Борис Трајковски и понатаму булеварско. Добро, решение се прошири булеварско решение до Бит пазар и тука е во ред, ама повторно има тесно грло после тоа. За Цветан Димов. Тоа е Цветан Димов. Цветан Димов. Значи Цветан Димов ние во планот проширување на Цветан Димов. Го правиме проектот да видиме заради тоа што тука по стандарди треба да биде широк булевар, има одредени стеснувања кај одредени згради и ако тие се надминат, постои можност и булеварот Цветан Димов. Многу е ужасна е ситуацијата таму и со луѓе и со возила. Таму е ужасно поради тоа што и паркираат, меѓутоа и да не паркираат, значи пак таму треба да биде булеварско решение. Има големи дрвја, тука е проблемот со големи корења, значи проблематична ќе биде изградбата. А инаку следен булевар кој што следна година со сигурност се надам ќе го почнеме, тоа е Трета Македонска.
македонска. Трета македонска што поминува покрај Раде Кончар. Аха, ќе ја проширувате таа кога? Од 2013 при крајот би Има требало ли да почне. потреба? Затоа што сега тука стамбени објекти ќе се градат Да, тука. заради тоа што со генерален урбанички план на делот од кога водиме према Лисиче, од десната страна, значи од булеварот Трета Македонска до пругата има голем дел кај што се сега магазини, мало стопанство и слично, со новиот генерален урбанички план се најде стамбено деловно комерцијални објекти. Од десната страна. Од десната страна. А од левата? Од левата веќе има згради. Веќе се прават згради и веќе се прават згради. Па и овие висококатници веторски и тие кои што ќе врнат така да има потреба веќе. Аеродром мора да има 3 влезови и излези во аеродром треба да биде. Кога ќе ја правите старата железничка станица? Што се планира таму? Старата железничка станица практично е тоа е сега музеот на град Скопје со новиот јавниот приватен партнер кој што го купи земјиштето, позади и кој што рековме претходно над јужниот буливар ќе прави, имаме договор да ја догради и да еден добар дел од старата железничка станица. Добро. Да го санира. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Го поздравувам господин градоначалник, иначе мој стар пријател, меѓутоа не може да дојдам до него. Наиме, собранието пред неколку месеца усвои нови имиња на улици у Скопје. Погласно Тоше. Што станува збор, што станува со тие новите улици и како ќе дознаеме која улица каде е. Конкретно член на моето семејство доби име на улица, не знам каде која и кого да прашам и кој ќе ми каже за тоа. Може да ве прашам само за која улица прашувате конкретно плюс? Не е плюс. Од списокот на новите... Името на улицата, името на улицата. Новото што треба да биде. Нема да го кажам, само да ми А, добро, благодарам тогаш. Со имињава на улиците, како ќе дознаеме која улица, каде, бидејќи некои имиња на улиците не се избрижани, туку се дислоцирани. Како можеме да го видиме, каде можеме да видиме, каде е која улица и така натаму. Имаше тука многу отпори, многу се направи список на можни имиња. На можни имиња. 200 можни имиња. Од тие можни имиња, Советот на градот Скопје за 1/3 од нив донесе конкретно кој име на која улица треба да биде. Добро. Со тоа што рековте, некои од постојните се дислоцира, некои се на друга улица доби имиња. Ние тоа може да го ставиме на веб страната на градот Скопје да отвори. Мислам дека тоа ќе можеме да го на веб страната на веб страната на градот Скопје да отвори, може да види кои улици добија нови имиња. И со тоа ќе се информира. Доколку не може исто така да се веб страна? Веб страната на градот Скопје или пак на мејл од кабинет или градоначалник нека пратат мејл, ќе му одговориме. Како да им одговорам ја? Добро, ставете го на мејл да можам да им го покажам ја на гледачи. Значи, мејлот ќе го ставиме, а исто така и на веб страната ќе ги ставиме. Имам едно вакво барање. Стојановска Лидија вака напишала. Дали ќе ни донирате едно комбе за во Центарот за церебрална парализа Капиштец и вика има многу деца за превоз, а само едно комбе кое не може да постигне. Поздрав. Може ли да го разгледате овој проблем? Може да го разгледаме, Јанко, ние во тој дел веќе имаме 3 комбиња кои што можат и овие дечиња да ги користат. Тие ги дадовме да ги менаџира јавното сообраќајно предпријатие. Граѓаните кои што имаат потреба, значи инвалидизирани лица и слично, се јавуваат таму, доаѓа комбедно, ги зима, ги носи таму кај што треба и ги враќа. Добро. Дали можете да наброите неколку работи? Знам дека имам телефон, окей. Рековме на едно јавување 2-3 прашања, бидејќи со прашањата од овде ќе идеме претежно. Затоа и не ги објавувам телефоните. Нема да можеме да постигнеме. Веќе сме при крај со емисијата. Може ли да набрави неколку работи што ги направил господин Коце Трајановски како градоначалник на град Скопје во деловите? Чаир, Бутел, Скопје Север, Топанско поле или се тоа што е направено во тие делови е од страна на градоначалниците на тие општини? Поздрав од Бутел. Сега ова на некој начин е и мала провокација. Дали доволно се ангажирате како градоначалник за овие општини? Да. Оно што е ваша ингеренција. Шиванко, ќе почнеме од општина Бутел. Добро. Значи во општина Бутел ние во Љубанци и во Љуботен помагаме во водоводна и фекална канализација.
ја саниравме комплетно улица Радишанска, која што поминува низ населба Радишани на 2 пати, значи по целата нејзина должина. Го направивме кружниот тек Боца Иванова во општина Бутел. Исто така помогнавме околу одведувањето на атмосферските и фекалните води во Радишани. Во општина Чаир ја реновиравме Кемал Сейфула и Фери Байрам. Фери Байрам е повеќе во општина Бутел отколку што е во општина Чаир. Значи Кемал Сейфула е комплетно во општина Чаир. Исто така ја го почнавме да го правиме кружниот тек на улицата Лазо Трпковски со втора македонска бригада. Добро. И тоа е она што е направено во општина Чаир и во општина Бутел. Сметате дека е тоа доволно? Можевте ли повеќе или? Јас сметам дека според буџетот што го имаме, сметам дека е доволно. Збиејќи во сите општини ние гледаме да имаме по 3 до 4 проекти завршени. Исто така во Визбегово една улица исто така направи. Една болна тема. Што е? Граѓаните добија двојни сметки за фирмарина од градот и предизвика многу револт. Добив и јас. Јанко, види, ние тие ги добивавме, таа база ја добивавме од Централниот регистар. Добро. А рековме дека Централниот регистар сега веќе поведе постапка на чистење на таа двојност и на таа дуплост. Да, ама стои и вика, тоа не го одложува правото дека сепак мора да платите, иако сте платиле видите, претходно. слободно јавете се до градот Скопје, тоа веднаш ќе го решиме. Мислам дека работат десетина луѓе на таа проблематика, со оглед на тоа што треба брзо да се реагира. Тоа стате го почувствувавте тоа веќе како проблем? Да, се почувствува веќе и затоа 10 луѓе од градот Скопје се ангажирани за расчистување на овие евентуални проблеми што настануваат. Значи, им препорачувате на граѓаните да се јават и дека брзо ќе се острани. Брзо ќе се острани, веднаш ќе се острани. Значи, ќе им ги вратите парите ако се двојно земени? Сигурно дека ќе се вратат. Добро, тоа ме интересира. 100% ќе. Одиме со гледачот следното прашање, вториот дел од мозокот да ви размислува, пошто знам дека у неколку делови. Моето прашање следно ќе биде ФК Вардар. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Повелете во програма сте. Добро вечер, ве слушам и ве поздравувам вака, кратко. Автобуси во Добридол нема 58. Сабота и недела, значи сабота има само 2, еден на Сабајле и до 14:20. Недела само има 8:25 Сабајле тргнува и во 9:10 се враќа во Добридол и значи немам автобус, сакам да отидам до црква. Јас сум верник и сакам на литургија. Немам црква, нема попови, морам до таму да отидам. Ве молам, значи ако може да успеете да ни пуштите автобуси, да имаме значи сабота и недела и празнично, зашто не можеме стварно да обстанеме. Благодарам за јавувањето. Значи, Јанко, благодарам на гледачката. Легитимно прашање. Гледачка, добри дојдете под општина Сопиште, значи градот Скопје и соседните општини ги обслужува со јавниот превоз. Ќе го разгледаме нивното барање заедно со директорот на јавното претпријатие и заедно со општината и доколку постојат можности ние ќе излеземе во пресет, така да претпоставам дека ќе се зголеми бројот на автобуси кои што во текот на викендите и празниците сообраќаат до Добридол. Дали е вистина дека новиот ГУП делот кој што гравитира од населба Жданец нема да влезе во истиот однос на многумина кои имаат бесправни дивоградби, нема да можат истите да ги реализираат или легализираат, не знам што му дачи, Звонко Димитровски. Добро, постои ова прашање, Звонко Димитровски, кај мене е поставено, ако не можете веднаш, одговорите му накнадно, директно нему. Видите, значи ако не бил претходно во ГУПот, тој не е прошируван ГУПот сега, во тој дел на градот Скопје, а ако бил во рамките на ГУПот, сигурно дека офатен. Меѓутоа, можеме и директно да му одговориме. Имаме голем проблем со бука од клими кои работат 24 сата. Се работи за интернет клуб, лоциран во сутерен во зграда улица Орце Николов 102. Неколку пати бевме до општина Центар, добивме одговор дека се уште немаат општински инспектор. Што да превземеме? Нека се обратат до инспекцијата на градот Скопје, ќе им одговориме. Добро. Прашите го градоначелник за населба Кучевишка бара, општина Чучер Сандево, дали ќе добиеме водовод и канализација и зошто комунална хигиена не ја обслужува населбата. Живееме на километар од градот, ви оставил имейл, оставил и телефон. Ќе му одговорите сега или накнадно? Да, не можам сега да му одговорам. Повелете? Значи, Кучевишка бара територијално е под општина Чучер Сандево, а гласат во градот Скопје и општина Бутел. Ние
И покрај тоа што не е наша ингеренција, со оглед на тоа што територијално е надвор од нас, градот Скопје заедно со општина Бутел направивме нови резервоари на потисни и овозможивме да може во главните цевки да има вода. Сега со представници од Кучевачка бара во разговори сме за правењето на секундарната мрежа за да би можеле комплетно да добијат вода. Нормално тука е вклучен и градоначалникот на Чучер Сандево. Булеварот и тротоарите на булевар Кочо Рацин и проблемите со водата, односно слабиот притисок од страна на Ново Веро. Значи, булеварите на Кочо Рацин, еден дел од тие булевари ги поправивме. Значи, ние во добар дел поправивме булевари во градот Скопје. Тротоарите? Тротоари, да. Значи, на Кочо Рацин од оној делот што иде према 11 октомври. Значи, очигледно не се задоволни, чим напишеме. Не се целосно завршени. Не се целосно завршени. Ќе се завршат? Ќе се завршат сигурно, а околу притисокот на водата, ако се работи за оној дел кај што е Ново Веро па према Олимпискиот базен, тој дел кај што не е урбанизирано или се уште е стара населба, во тој случај не можеме големи зафати да направиме со водовод. Меѓутоа, ако има некој конкретен случај, ние ќе го земеме контактот од кај вас со граѓанинот и ќе му се јават од водовод и канализација да може да го решат ако му е негов проблем личен. Само да им кажем на гледачите, бидејќи веќе сме на крајот на самата емисија, оние прашања што не можеме да ги, што вечерва не ги одговоривме, а стојат на Facebook профилот мој, може режијата веќе да го прикаже. Значи, еве го мојот Facebook профил, ќе го препознаете во дресум на СДСМ, Јади Бурек 3. Бидејќи последното прашање овдека се прашањата. Ако сакате, сметате дека лично треба да ви се одговори, оставете на попрашањето или телефонски број или ваша имейл адреса. Градоначалникот вети дека тим од градот ќе се ангажира на одговарање на вашите прашања. По секое прашање дека ќе ви одговорат лично вам за ова, а конечно сумарно и ќе ги оставим. Само оставете контакти, окей? Господин градоначалник, сосема за крај. ФК Вардар. Има ли тука простор градот? Ја лично да ви кажам, мене ми е мило што Вардар е градски, сите да си го чувствуваме. Знаете, ама ја би сакал некој Берлускони да го земе или да стане како Барселона, да купиме акции, акционерско друштво и така натаму и така натаму. Ваму со една нога сте, имате ингеренција на Вардар, ама немате и Вардар ни на небо, ни на земја. Тоа е мојата аматерска обзервација. Женко, Вардар беше голем проблем, вие знаете. Од еден аспект беше во втора лига, а од вториот аспект многу долгови, страшно многу долгови, евидентирани, па и неевидентирани долгови. Успеавме тоа да го надминеме. Значи да Вардар биде во прва лига, да биде шампион во прва лига и долговите кои што ги имаше, официјалните долгови на ФК Вардар, ние да ги санираме. Понатака, со оглед тоа што Вардар е шампион и веќе интересен е, ние разговараме со многу бизнисмени за превзимање на Вардар, да може да тие го инвестираат понатака во Вардар и Вардар да биде навистина тим во кој што ќе може ние сите вака да имаме, да Вардар да постигнува поголеми резултати, приватникот, оно што ќе биде бизнисмен да вложува во Вардар и нормално си го има својот интерес. Така да она што го рековте, ние веќе работиме, имавме веќе објавено еден оглас на интерес ние. Не се јави до никој, ниту се вака разговараме лично со повеќе бизнисмени за да може да го превземат Вардар. Има некои странски бизнисмен, Араб, некој шејк, некој Силвио, да некој минимум толку и толку пари годишно инвестира во следните 10 години. Так. Значи да него земе па да сега инвестира. За сега, честно е да се каже дека таков заинтересиран не се. Од Македонија не се јави. Од Македонија не. Не се јави. Мислам, чим не се јави од Македонија од надвор уште по. Дали тендерот е така поставен да не може некој малициозно да го злоупотреби тоа, туку ако го земе на вистина да мора да го дига клубот, да го шири, да го развива и така натаму. Дали тоа е така поставен? Така ти ги направиме условите. Значи ние имаме само оглас за интерес. Имаше тој да направи. Доколку се јави некој, ние разговараме. Условите ќе бидат такви за да мора тој приватниот да инвестира во ФК Вардар за да може да има резултати. Ако тој вложува пари, а бидејќи сега Вардар е акционерско друштво, првиот фудбалски клуб кој што стана акционерско друштво согласно на новиот закон е ФК Вардар. Значи не е здружение,
акционерско друштво кое што одговара по сите закони, плати, придонеси. Нема играчите сега нема да чекаат за плата. Кој ќе дојде први си ја добиваат платата. Значи, Ве очекувам повторно некаде пред изборите. Се чувствувате ли веќе убеден во својата победа? Вашиот против кандидат Јани Макрадули не е човек за кој јавноста веќе оцени дека тешко дека ќе може да ви парира. Не дека ќе биде слаб противник, напротив, ќе има огромна поддршка од партиска поддршка, во тоа никој не се сомнева, но сепак како градоначалник вие се покажавте во многу сегменти на партиски. Имате ли некој став по ова и да ви кажам добро вечер? Лека ноќ. Добро вечер. Во изминативе 4 години работевме многу. Значи, реализиравме многу проекти. Впрочем, и ова 4 години за Скопје, сите проекти се наведени кои што во Скопје сме ги реализирале. Имаме исто така во новата програма која што ја промовирав, која што е драфт програма, исто така ќе има проекти кои што ќе значат подобри услови за градот Скопје. Тоа е прилично големо, како бурдите на времето. Искрено очекувам да ја добијам довербата на граѓаните на градот Скопје, со оглед на тоа што многу направивме и со оглед на тоа што треба да продолжиме со овие проекти кои што сме застанали и новите проекти кои што ќе му ги ветиме на граѓаните и со голема веројатност ќе верува дека Има ли нешто ново во програмата сега пред да почнете со кампања? Па веќе во програмата веќе ново е она што реков подземната сообраќајница на клучните што се нешто ново изненадување ски центар што ќе биде ски центар на водно. Ќе разговараме за тоа потоа. Гасификацијата на Скопје, веќе објавивме оглас за интерес за гасификација на Скопје. Така тоа се веќе во вториот мандат се оние проекти кои што се клучни за градот Скопје. Ако првиот мандат, значи се проекти кои што беа помалку значени, во вториот мандат веќе ќе имаме појаки проекти. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, простете. Благодариме на можноста да може да се представиме пред граѓаните на градот Скопје, да дадеме отчет за она што сме го сработиле во овие неполни 4 години, а исто така и да промовираме некои нови идеи, нови проекти кои што ќе значат подобри услови за градот Скопје. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Лека ноќ и пријатно.